Дисклеймер, во текот на оваа епизода има голем број на гивавеи и доделување на награди. Никој од учесниците и победниците нема платено ниту карта за право на учество, ниту паричен надоместок. Ви благодариме на разбирањето. Мене ми го даде овој микрофон, не можам ни да шепкам. Сега ми текна. Дечки, фала ви многу што дојдовте. Тоа беше тоа, фала многу, слободни сте. Вака, не знам, нема спремено ништо што да кажам, што да најавам за денес. Фала ви многу што дојдовте. Викнати сте затоа што ни значите, затоа што без вас мислам дека ова не би било тоа како што е сега. Да. Не знам, Марио, да кажеш нешто? Добра година за дебели гикови. Тоа ќе си седнеме после со дечките, ќе си кажа. Снимаме сега, да. Вака, со Марио си мислевме за епизода што да правиме, како да правиме, мене ми текна до идеја. Да, тоест ми текна у идеја у прва сезона, негде таму прва, втора епизода, да делиме некакви си награди. Нас никој не гледа за награди да даваме, па решивме да даваме благодарници. Боле е. Ама вака сега, да благодарница као благодарница uvek е хартија и мене кога ќе ми дадат благодарница као хартија ми окей, ама пак хартија е. Абе, требаше тангири да даваме. Ти текна метални тангири? Као на тенис, и после за пица, најнцер, брат, најнцер. После за пица ќе си ги користам. Изгравирам најнцер. Да, може. Тој и таа. Може. Вака сега. И ми текна до идеја да направиме нешто као благодарница, ама да е као статуетка. Оваа година ќе имаме две, до година би требало да имаме една, не се знае. Не, знам вака. Првата што сакаме да ја даваме у моментов е на господин Пецо од Радио МОВ. Ајде! Дечки, без Радио МОВ, без помош, они што ни ја дадоа до прв ден, Затоа што ова немаше ништо да биде. без нив ке немаше да биде тоа што е сега, што сме сега. Стави го во уста као медалј, бе, брат, еа така. Не да се зна. Трето место. Не бе, второ си, нема трето, брат. Оваа година затоа даваме две благодарници, пошто една моравме на МОВ да дадеме. Точно. Пошто ни се луѓето што ни помагаат од прв ден што се задолжени за ова да го прават. Без да не бе, они ке немаше да го имаме ова што го имаме. Како денес се сеќавам на денот кога отидов да причувам идеја у МОВ, со скршена нога отидов, и после една година дојдов тука, тоест тука сме заедно у БС и многу е јако луѓе. Вака се носело ове позади да не ти смета. Кју ти научи да треба? Не знам кај мене ми го давате овој од сите. За Пецо дававме и за МОВ награда, но сега Точно. ќе дадеме една благодарница која што следната година ќе биде само за еден човек. Оваа година ја даваме на човекот кој што реално најмногу ни помага, ни помогна за Дебели гикови подкаст. И ни помага. Точно. Без него буквално 90% од луѓето што се тука немаше да ве знаеме. Ве запознававме по настани, по евенти, по манифестации, по фестивали. Со Така Марио да. го правевме муабетов пред некој ден. Јас реално не познав од овде, од гостите, ајде да кажам, од гостите што они беа, не познав никој, тоталка, нула, зиро, со никој не Ја се тројца. И со текот на подкастот запознав многу фини луѓе, драги луѓе, и затоа оваа награда сакаме да ја даеме на првиот гостин што ни беше кај нас. Официјално првиот гостин во јануари. Така да сега само да поканам. Да, Бојмаре кажува кои се гости, ама ова го чувавме до сам крај. Ова не го, шо е ова, бе, Капао, да се знае. луѓе, јас само реков, ја дојдам да го скржувам мразот и да тргнем емисијата. Ја немав замисла дека вака ќе се расшири и за една година. Ова е огромен успех за гиковската комјунити што ја градиме со години.
Но за една година не само вие. И јас запознав толку многу луѓе што сега кај да предам имам пријатели од гейминг, од стрипови, од настани. Но најмногу од се, многу добри луѓе запознав преку ова дешавка, посебно со вас и со гостувањето ваше на стрип и со сите дешавки, а ова сега сум збунет, немам говор. Иначе не му кажавме на Давор, не знаеше дека ова ќе се дешава. Беше у тајност. Ме стопивте, вака ќе си кажа. Голема благодарност, почнувајќи од вас двајца од МОВ, но најмногу до цела комјунити кој што овако градиме сите заедно полека. Може сме сите поспори од што би требало во однос на Западот, но како за кај Македонија последниве години има голема експанзија. Ја ќе се навратам пример пред 20-30 години кога бевме мала екипица по некои форуми на времето и пред форуми дешавки, сега е веќе сето тоа отидено на, да не претерам, ама на ента степен од предходно. Со ова темпо ќе ги стигнеме Западот многу брзо, а и да не ги стигнеме, да си останеме ова мало комјунити со прави луѓе. Тоа е појако. Тоа е поветно, брат. Фейкот и сето тоа се осеќа. Ништо, некој бурек, наредно ќе пуштам. Епа, Давор, фала ти многу. Давор, 100 пати му кажа дека мора да биде тука, ама не му кажа што. Да. Така, со блицот, така. Значи сега си да кажам нешто. Абе, брат, не требаш, ај. Не требаше така. Вака сега, продолжуваме дале, фала многу на сценава, и сценава, а? Ова епизода е специјално новогодишна. Ке се вика брата нерани, тешко кој го нема. Тачно. И затоа сакаме да ги поканиме на сцена нашите полубраќа, неофицијално, ама си ги сметаме како полубраќа, Стефан и Рики. И Вици! Седи сега, брат. Дечките, Рики не бил 2 пати, Стефан, ова му е 3-ти пат, на Стефан му е 2-ри пат. Така, 2-ри? Јас се сеќам кој ми беше прв, брат. Чекај малце, ајде. Дај го ти Вици. Вици, Вици у средината. Да, Вици. Така. Мора да кажеме, Вици беше болен. Не е болен, еве го. Брат му на Вици беше болен. Така. Па и овие што кажеш дека му е црвен му е носот на Ова е Рици, брат му на Вици. Може. Рудолф Вици? Рици. Тоа беше добра за фрканција, како испадна она, како ние тројцата ми сме браќа, пошто имаше нас полубраќа. Буквално не знам кај бевме, негде бевме и сега ми приоѓаат мене луѓе и се здраво Стефан, како си? Јас сум као не него Стефан, избунет јанака. Многу се личи, после почна тој џо кај браќа, па ни се деси со Вици еднаш. Со Вици исто у парк. Значи другарите на Вици во парк кога ќе ме видам, мисле дека сум Вици, значи негови другари, не мои другари да ме мешат со друг, значи неговите другари. И кога им кажам абе не сум Вици, брат му си на Вици, не сум ни брат на Вици, уствари така дојде Сестра му. Сестра. Балда за паѓам мушка тетка. Така да со Вици и со Рики си имаме некој муабет заеднички брата нерани. И вчера за жал Вици ни пиша дека има температура, дека нема да дојде денеска и јас баш тоа им го кажав, им го пишав им пратив војс во групниот чет, викам брата нерани тешко кој го нема, гледате се ако го нема да видиш како е ситуацијата, али најдовме Рици го најдовме. Така да би окей сме. Ќе покриеме. Вака, и иначе, ова ми е теорија, што повеќе се дружиш со човек, тоа си личиш на него. Мене и куме, кај си куме? Крени рака куме? У продавница влагаме двајцата, ме гледат и ми викат, браќа сте вие? Не, викам, другари, ама од бебиња се знаеме, така да. Пред да дојде овие требаше да свртиме барем giveaway. Ајде, моте. Правиме giveaway, имаме 15 награди. Giveaway беше на Instagram. Ќе даваме капче. Капче давам. Го даваме на random comment picker, еве за камера да видам. Дојди. Може да стартам? Може. И првиот добитник сасен скри капче е Ако може некој да запишува најубаво. Несторовски 011 долна црта.
Чекај, без скриншот ќе правам. Не бе да го покажи овде. Абе, сега ќе стануваш дете. Оле, ето тука. На таа ли камера, на десната? Ако Добро. Несторовски тука да се јави, не. Несторовски, ако е овде? Ти си? На. Дечко не може да те. Несторовски 001. Не бе, нека ни пише, ќе му ја дадеме, ќе му пишеме ние, шо? Не, да врти нова. Нова, да. Ама чекај, стој, сега вртиме за... Друго сега, друго. За Фанко Hulk со новогодишно капче. Од Фанкоград. Точно. Иначе капчето од нас беше. Pick another winner. Старт. Земи ме на микрофон, бе, мене Не може да бидам јас. Не сум. Ти го скршам од глава. Така е. Стефан Фонија. Таната Ирма Гандам. Гандам, Ништо. па Гандам дайте ми го брат. Остај Фанкото, не сменели. Гадамот е за крај. Мора да се врти. Ајде, друг. Друг. Не бе, не. Не е фер да учествуваме ние, мислам, освен за Гандамот. И добитникот е Ангеловски 60. Ангеловски 60. Нема така. Нема таков. Добро. Уште еднаш е. Овој за Ангеловски 60. Иде. За малце за Стефан Киреш. Ќе даваме сега за старт уште еден стрип од Стефан. Ако го добиеме тука го подпишуваме одма. Подпишане подпишано. со подпис негов. Ама може посвета што Стефанова тука. Стефан, не бегај. Абе не се бега, позади се мова. Добитникот е lollipop.neo.bit. Не он тука, да, знаете, лижавчето не е тука. ќе му го даваме и тоа на него. Ајде, дечки, ќе почињаме со емисија. Што сега да збориме прво прашање? Вака. Ете какви стикери сум залепил. За што да збориме, бе, ајде, за што, за филмови, за серии, Вака, идејата ни беше да кажеме, ќе направиме рекапитулација за сите серии, игри, филмови што искочија. Ако мислите дека имавме сценарио, се лажете. Не, никош цела година немаме сценарио, тоа е најакото. Кога сме имале, брат. И со вас сме не имале сценарио. Имавме сценарио на Gamefest. Дека е птен Тоа не моравме да го имаме. Не, а знаеш како е? Правиме прашања и после чамче муабајте што ги викаме ние. Да. А прашањата се 3 секогаш. Ама ако немавте сценарио, не можеше ќе мавеш од циментот, да знаете. На Геймфест, така. Ке не фрлеше од 0 на На минус 2 ќе не фрлеше директно. За нас Марио 24-та помина доста добро. Одлично. Со тоа што сме една година бевме на Gamefest, бевме во Полска на Game Industry Conference. Така. И Warhammer евент се организираше во Анхоч. И Пагода Шогун. И Точно. Кој Шогун бе? И шо бе, брате? Стрип трип. Стрип. Леле, првиот стрип трип. Да, извини, брат. Врати му наградата за ова. Фрли од таму, брат. Да. Ама не каде учествуваат? Да, каде да. Да, за кај Затоа кажам кој Шогун, брат. Јес да си учествувавме ние и на Гандам работилници, секоја работилница. Ама ајде. Манги аниме има шогуни, така да. Има, да може, да. А новиот термин шонемен, тоа ти е шонен аниме во еден збор. Се кажеш, гледам шонен аниме, шонемен. Тоа е Марио од Ја и ти ги не сме за овие работи. Не знам, брат, Ние играни, ликови не пава, значи луѓе не пават, не бе, анимација. шо кажав, шунун кажав? Шунун Шунка кажав. Не бе, шонен, така беше. Шонен. Учествувавме на секоја работилница на Гандам. Исто и утре. Исто и утре, Не, ова е утре, Ќе ама си пред продолжиме. Уриден. Пред 3 години, да. А да си преспиеме овде, шо? Молам утре да ми го донесеш овде, последниот тој. Така. Тој што ќе добие Гандам, пошто даваме Гандам, тука ќе го остави, тука ќе спие. Ќе го оставиме утре за кога ќе се вратиме да имаме да хадиме Онакво, склопен. breaking case of emergency, онакво стакло. Да се скрши у стакло кога е. Не бе, брат, му го даваме. Има овде алати, брусилица, швајца, парат, све има. Сакаш вечер после снимање да го бараме човекот да му го дадеме? Не, брат. Значи да те подсетам нека Марио... Како би било, добар ден, му чукате на врата. Не, брат. На автер. Чук изгледа типот поспан, вајде у пижами. Ова убаво, ама. Ама поти. Ти еден Гандам, дънг.
Над. Слушаш, не ти требаат. Значи Марио на првата работилница со прсти ги вадеше дълчињата и со грицкалка за ногти. Ја не слабав на првата. Така. Дојав да чисто да опипам терен. Ама тој што сите не зарази, беше Што овој сите не дечко. зарази? Кај си бе И вици? се он е заразен. Пропаганда ми гледаш дека склопа гандама. Вака. Пагода шо направи? Нешто падна доле? Бе дај бе падна човек. А Поле не сака да легне да одмори. Не може. Шо правевте вие? Баги имавте настани брат. Годинава? Да. Ова беше Ајде, и вака ваша и наша. ќе собратам кај моите маркетинг специјалист тука у публику прв ред. 17? Сега ќе провериме. Многу лош поглед, лош поглед и даде, ќе мислеше ќе стане на сцена да збори. Па некој сака да ме смени, може Ирма ако сакаш да се приклучиш. 9, ајде. Добро. Ето така, значи Пагода до сега Ајде, Ирма, учествувала и организирала. Ништо да ги наброи сите 17 одма. 3 гампла работилници и после што Не се тоа една се рачуна. Не, 3 набора. 3 гандам, Три гандам. Покемон, кимоно имаше, шонен, Сега кој е верен фан она брат? со маските, JRPG, Halloween имаше добро. Вингшон турнир. Да не правиме обед колку Тоа сум заборил. Па годинава се 2, е Дели 3 се, така? 3 или 2? 3. Не, вака, едно е City Pop, една е K-pop и K-pop на еден Gamefest сега, така да, ако ги мешаш така 3. Добро, па Супер. ако гледаш вие на Ајден имавте и овакво за Вуконг. И трибина за Вуконг, да. Така да ги рачунаме како 17 настани кај што сме учествували и кои сме ги организирали. Значи учеството ни е на 2, 3, 4, а другите нели се настани организирани од тимот на Пагода. Така да би сакал да ги поздравам сите што се тука, што ќе дојдат малце покасно. Дечки, свака част. Сега ми текна видео честитка. Мислиш ке не удрат некој копирајт? Ради честитка? Зашто? Честитка? Ако ви удри Танчо копирајт, тој ше негова да. Не ова е брат, ја даде пише за Огнен. Ска е Танчо. Post production бурке Само става. ако си ни лупно копирајт брат. Не бе, не. У post production бурке става малце. Блур, може. Црно. Облаче ќе се. Облаче ќе стане. Да, така. Рики, воен чекан. Воен чекан, ние сме заедница, значи за општо за минијачерс Wargaming у Македонија. И годинава беше многу поприлично добра. Сега више кога ги споминјаме работите што се направија, мора да признам и да се заблагодарам на Анхоч, на Комикс МК, на А1 исто така што ни овозможија значи да имаме неколку настани. И ние не истите да се заблагодариме дека реално и ние не. Пагода нисте дека се заблагодари. Space Marine 2 кога излезе играта имавме настан и феноменалниот надпревар во Warhammer 40,000 организиран нели од А1 на Gamefest. Тоа беше експириенс прекрасен затоа што беше најголем до сега што сме го имале. Ти трето зема? Трето, да. Не ти е срам бе толку време играш трето место Знаеш зема? зашто трето не ми е срам? Затоа што лани бев прво, Па добро лани сега. бев судија. Добро, па да пуштиш на младите мал. Уво. Рики, Тоа е тоа. дали Преклани беше уствари првиот на еден Gamefest, првиот Warhammer? Не. Има ли претходно? Warhammer има од сам старт на еден Gamefest. Така. Почеток, мислам дека Од немало... VIP Game Fest. Да, точно, пред да биде А1. Сега немаше за време на пандемијата, иако мора да признам Горас ми се јави и тогаш, ама не сакав за време на пандемија да организираме. Вика ќе ве ставам на некој терен, ама физички ги играте. Така. Заедно земете си мечови и такви работи. Не, и да се тепате, тоа. Немаше на LARP ќе правите. немаше фер да биде да играм у пандемија, ќе тепав јас од Дедгар, така да Баш поради тоа се. кимав бафови ти текнуе, да. Наместено пандемија Дедгар тепа. Али тепав наредната го после пандемија. Првиот Кога беше он судија? Кога беше на судија, да. Чекај, тоа беше сите мо. Па среќа. Јако му ја вручив наградата? Да, лично Марио, ние уствари со Марио така се знаеме. Марио ми ја врачи наградата за прво место на Warhammer и уствари така се запознавме. Така да. Чекај, у Ситимол кога беше? Ситимол, да. Ти ти ја намести и ја ти ја дадов. Да. А Оги, браво Оги. беше прв надпревар у Warhammer 40,000, ама како Warhammer и општо Miniatures Wargaming на еден Gamefest односно. За надпревар ми беше прашањето дали е 3 години, да. Така. Тогаш беше ти кога за прво место?
вториот надпревар беше технички се беше. Ајде, пардон, ова нели ќе се емитува во 2025-та? Нема 25-та на Не, на 30. 30 ќе искочи. У понеделник. Па значи лани кој земав јас прво место и еве годинава веќе прво место Грегори со Ultramarines, второ место Раде со Necrons и јас со Dark Angels. Ама она што ми беше многу мило е што на прелиминарниот надпревар, кај што беа квалификациите, имавме 11 играчи. Што е многу солидно, што е огромно. А втора работа што ми е многу драго е што не сме само од Скопје. Значи имаме играчи од Куманово, имаме играчи од Виница. Така да се шири многу општо минеча с Wargaming на мој големо радување. Цела да е. Сега може и ќе освоиме па цела не со фигурите напред со армии. Оги бираш што сакаш да даваме награда за овој убав Сега? муабет. Да, за овој убав муабет треба нешто убаво се даде. Еј, Сале кај бе? Сега него гивове го нема бе. Сале бе, Абе, Сале Сале! не беше Сале, немаше гивове да правиме, ајде ќе даваме Абе на игра. Салена не беше полаган да Не, играше не, не, дај ме таа мене, дај ме мене. Мене, Хогвартс Легаси. Ова е една од најдобрите игри ever излезени. Ајде да видиме. Абсолютно. Ова е мастерпис. За ова ми е криво што Значи- не можеме да ја добијам. Старт. Старт. Шо вика? Ако ми се падне, јас- И добитникот е... Иди прочитај го, donacrta.qndreqq.donacrta. Си запозна. Да не некој... Стави го на камера, ќе да се види. Кој е овој бе? Ево на Танчо. Другарче на Танчо е. Танчо, ти ги ја чуваш играта? Добре, да вали камера. Добре бе, добре, го... Да, Ги да, ставиме на Инстаграм, ќе ги тагнеме. да. Маџионичар. Скриншот да не забореш. Честито нека му играта е мастерпис. Ние како Хари Потер фанови, его и Марко, ние Само за како игри Хари Потер почнуваш Шо фанови. имаме друго? Чекај да имаме уште нешто, да даваме уште се даваме. уште нешто. Ајде, ајде. Ајде уште една карт гейм. Па ќе добиваат бе, ако се излечени ќе им даваме тука. Карт гейм, Ама не. карт гейм. Оги, не сме од Айден Геймфест, тоа е другата година. Карт гейм Карт гейм од Гоблин. од Гоблин. Кога се каже Love Letter? Да. Ајде, Ловрето. сега, чекај. Карт Pick гейм. another winner. Куме, добра била бе? Добра била. Потврдено. Куме изгодете кеса. И добитникот Он има е... Истиот. Не, Ништо. речеме Може друг. или не може? Не, 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 не. Ете не, само не. една награда по човек. Pick another winner. Да. Старт. Абе, стај микрофонот бе на уста. Донацрта, Симона, донацрта. Симона А. Не, тука. Сотолница. Дај да ја покажам Симона А. Зашо бе? Све да е регуларно. Друго ги покажува сакам да му честитам Маријана ми го на Рики ставила. сега комјунитето за Warhammer. Фала, фала. Да, значи дефинитивно. Не, Гледаме што е можно. И следниот лото, добитник. Гледаме и други игри да тераме. Така. Ајде, Дај за игри ке збориме. за игри Ајде, или за ајде. филмови? Зашо? Имаме филмови, игри и серии. Листа да правиш Оги, така да... Најдов на интернет топ 10. Ова и Рики пе, Оги. Што? Кажи која ти е омилена игра за 2024 и зошто? Helldivers 2. Зошто само таа играв? Покажи мечката. Просто едноставно, не ми е тука, таму ми е. Дека таа играв. Зошто? Дека имам 140 сати на неа, брат. секоја чест. Дека кај Банџиенево со него заедно... Ти кажам зошто. Because liberty. That's why. Да, тоа супер Liberty! Чакай, Рики. Не, ќе се запркаваме сега. Ти играш во Space Marines? Ој... Како се вика бе? Шо? Која? Space Marines 2? Не. Helldivers? Helldivers? Не сум. Па не си, па се зна. селјак. Кој е ти? Зачо бе? Абе, А ке игра деца на? ја ти мирно да спиеш, јас со бубачки се тепам, гинам таму бе. Сте со роботите? А со Илуминати си играл? Со Илуминатите. Дечки, јас имам спреча дома Rapid, Raid како се вика. Реално на почетокот Немаш liberty. То. Немам доволно чај. Ти. Ти можеш и тоа да Ти. Види, не знам, то... Зависи губачките какви болести разнесува. Вегански се. Вегани. Само со кабилица ќе поминеш, бе, брат. По чиста работа бе? То средена... Кој бараше чај? Давид, излјаваше чај бараше. Давид Комикс. вака, Helldivers 2 на почетокот згази. Играта беше која искочи, не знам, партали. После тоа едно време падна и кога ги ставија сега на Game Awards Илуминатите, мислам дека се врати повторно во
моментот што го имаше претходно. И да ви кажам право, многу е и поинтересна сега не го ли као што беше претходно. И ако ви кажам дека на Илуминати имам поише од убиства него ли од роботи, значи сум играл со бубачки цело време, така да. 140 сати, 135 на бубачки сум утапал. Ова го викат no lifer дека си. А? No lifer си малце. Он е no lifer, ама. Ама либерти, ама бубачките. Ти кажа бе брат, за мирно да спиеш ти јас гинам брат, дека ако не браниме ние, Гинам за тоа. бубачки ќе ти дадат дома брат. Ти не си играл, не спа, Волиш на свит не се гледа дека не си играл брат. Као да ти кажам. Иначе кој сега некој да стане да каже нешто микрофон слободно, Не, да викне, да микрофон ќе фрли го нешто. даде. Може само така да чува вици у скут. Да, сега некој почува вици. Од тука од листава што ја гледаме ја пробав и Star Wars Outlaws на Полска. Полска. Интересно ми беше, мада 15-20 минути играв. Толку беше демото. Бубачки нема, цебери има. Малце ми беше чудна, знаеш, у стил на за да се сигнеш по скали доле, треба да ја фрлиш пушката што имаш да падне доле, за да можеш да се сигнеш и од доле си ја зимаш. Гениален гейм дизајн. Абе многу. Шо ти кажа? Не пушка на крила да ставиш или негде. Така, ја фрлаш, ама па реално брат, ај со пушка ти сигни се по скали бе. Ја не може. Ја нема шанс. Па знаеш треба да читаш. Фигурите мој може. Значи многу е реална брат. Да, субјектен е реално, што не можеш да грб да се знаеш. Да ти кажам пробајте. Дебе, мене ли ми вадавте микрофонов бе? Сака. Друго? Астрово треба да коментираме. Најдобро нешто. Така. Ја навивав, искрено, за Game Awards која беа, за мене лично, мој фаворит беше Метафора и фантазија. Пошто играта го редефинираше JRPG. Дај кажи нешто за таа, пошто никој не ја знае. Метафора и фантазија. Не, Таа аниме што беше? Не познам тог човека. Од тим кој што има работено на персона игрите. Иначе мора да спомнам. Кои ти се омилени? Меѓу омилените. Мене од персона Тројка, не. тројка. Петката знам. Петката. И тоа Делуксот што имаш дома. Мада вака. Ја окей, фан сум, ама фан сум благодарение на мојата сопруга која што е мега фан на персона. Да поздравиме и Ангела. Ангела поздрав, да, дефинитивно. На твојата персона? Да, на мојата персона. No pun intended. One good one. Она е мега фан и она ме воведе во тоа што е персона и после тоа ја почнав и нели да ги играм и така насам. Ама Метафора и фантазија е игра која што собира повеќе стилови на JRPG во една, значи и turn-based combat, и action-based combat, нова приказна, нова идеја, нешто гениално. Абе добро, личи тоа чудо. Ја ич некем такви игри, ама како Сакам на микрофон. Нешто е интересното што и да не сакаш JRPGs, ако почнеш Метафор да играш, ќе ти се допаѓа. Значи тоа е мојот избор за Game of the Year, што мислам дека е како да го кажеме, не персонален личен мој, туку она објективен, според мене бар. А мој личен Game of the Year е Unicorn Overlord. Дефинитивно. Иако, кога Астробот доби, ја навивав за... Знам дека сте задоволени со таа, апсолутно. Астробот е фантастична игра. Знаеш ја за кој навив на Game of the Year? Helldiver 2. Па се знае брат. Номинирана за сега ти дами и господа. Знаеш кој е најболи RPG game? Знам, да. Која? Dungeons and Dragons. Не брат, Helldivers 2. До толку знам, до толку се разбирам во игри. Без JRPG game знаеш која е? Helldivers 2 брат. Да те прашам, а кој е најдобар пазл гейм? Helldivers 2 брат. Никад не би погодил дека ќе речеше Helldivers 2. Така? Ме изненади. Кој Warhammer универзум ти е најмилен? Не иде. Вториот. Да, Space Marine 2 партали направи, играта е мастерпис. Не знам, не ја играв. Уште. Свија Helldivers, Space Marine 2 ќе ти се свија. Имаш бубачки, малце поголеми. Имаш големи. Знам, сите ми ја фала да ја почнам, сме го правеле муабетов, ама некако срцево не ми дава да го напуштам Helldivers. Срцево не чука за Ќе имам овакво
Кажи го бе како секаше тој зборот. Башиш дека ќе ти се свија поише од Хелдер. Не, брат. Баталишно да свираш. Не брат. таму е лош мултиплеер. Ти кажам, ќе имам, кажи го бе како секаше она грижа на совест дека оставам бубачките да ви изедат брат. А играм. Слушаш, ако играш и Space Marines 2 и Emperor Protects. И таму тепаш бубачки. Исто ти. Ама оги, Исто, ама не исто. оги, у Helldivers си као хало облечен. Ама у Space Marines си бабачко, брат, и текнува. Чи како Рики. Замисли го Рики со оклоп. Тоа е многу јако. Се си замислев сам. Рики никош нема, Angels Chaplin. Рики никош нема да носи кацига. Не, Chaplin ќе носи копијача. И мислам дека Рики, Правило секогаш главни карактери не носат каци. мислам дека Рики ќе има ту one-handed секирчиња и само ќе се врти, ќе ги коле, штрак. Аме подсеќа на она Spin to Win на Гарен. Што беше у League of Legends? Да. Се више нека. Што има се добро? Марио, ти дека што играш, ја те прашам јас. Не, имаме на игра да ја пофалам, што искочи 2024 и е, не знам, mind blowing како им текнало на луѓето да направат таква игра, стварно не ми е јасно луѓе. Значи тоа е нешто. Чекај, знам. Инволвира двојка, така? Инволвира Frostpunk 2. не брат. Last of Us Part 2 ремастер брат. Играта од 2019 и од 2024 направи 2019. Башната игра и требаше. И многу и требаше брат. Гениално. Многу, значи играта е свака Ама час. знаете дека има и ремейк за PC, така? Има бе, да. Кога доаѓа Давид? Давид, Што Давид од комикс. А Давид, да доеш ти тука да си кажеш, имаш, си кажеш, брат. Што? ако ме ускуп ќе го држиш, нема проблем. Ако ќе не даде попуст, така? Фала. Ако се појави на бина, да. не бе, Last of Us Part 2 ремастер. Не, чекај, сега имаме ремастер, па до година ќе имаме и ремейк. Така знам, ние ја гласини. Ја како идиот, ти ја земав тебе играта, Ми ја зема, си ја да. инсталирав, си платив 10 евра и гора следниот ден ми пиша, абе има клуч. Има клучеви. Ама ја изиграв и напишав рецензија. А зашо не ми даде клуч мене, брат? Ти го дадов? Не. Чашево мим. Некој Frostpunk 2. Не ми го даде, брат. Frostpunk 2 ја пробав у Полска. На. Не, види, специфична е, нема кукање, нема ама Не е Helldivers 2, брат. да, знам. Оста бресот. Али Абе, требаше знамето да го ставам овде од позади. Супер арт. за до годината. Не, Helldivers 3. на Hell... Иначе Frostpunk ја симнав двојката, изиграв многу малку и ми е многу криво што никако да и Ајде. за попусти доаѓа, за попусти. Докторе, За ваучер. И јас да Држи учам го вици раце. Од далкоч го немам ја искорила, бе, не вици. Вици Зашто морови. не, ама гледај, мора ова на глава го стави. можеш да. Да. Тоа Ајде. Само уши нема брат, види како клемпа. Нагоре. Дојде нашата Ајде, твоја сестра. Ете ове. Ова не го даваме на гивави, не се кирете. Ова на виција нема. Тоа на виција. Поведете, господине. Шо сега, за шо доја, брат? За Ластова? Лесковац се вика. Кога? За као се вика? Лесковац. За Лесковац, ајде, за Лесковац Part 2 ремастер. Даде Лесковац. Јуцос. А Со кога треба ремекот да е искочи? компирита? Сиѓаше. Ајде, тоа е многу контроверзна тема. Last of Us? Part 2. Топ, Абе супер беше шо. топ. Зашо за контраверзно шо? Многу луѓе ради причата и што им се сиѓаше, сега да не. Не бе, причата си окей бе брат, не знам што има Многу може, лошо причата. многу може го ти пецо мисли Ама да не, ти гледај, ја го гледав ја документарецот и имаше као ја прават двојката и као кој искочи тоа што Не, играта е мастерпис у смисла на од двата А- карактери аспектот го добиваш геймплејот, survival, реално нема болја игра, ама што се деси на почеток, тие што ќе гледат втора сезона не, се деси нешто. Као да кажам избрзано. И тоа Не бе брат, окей, па добро, гледај, ако гледаш така, да, може почетокот требаше да го стават на средина, ќе беше боле можда, ама не знам, мене не ми сметаше толку. Па јави му се на Нил Дракман, кажи му шо. Да, за третиот дел. Нил, слушај вака. Средината на почеток, почеток на средина. Како би бил Нил на македонски, бе брат? Што? Нил на македонски името.
Дрогамен? Никола, брат. Името. Никола. Николче. Не Николче, Нил. Да, не овој. Не, муабетот мене не ми сметаше тоа ич на почетокот, баш окей ми беше да видам и друга прича, малце шо знам. Да ми кажа зашо дојде. Не, сега ќе кажам зашо дојдем тука. Ајде. Ајде вака да го пофалиме, ние кажеме Давид од комикс, али јас сам да кажам дека Давид поише одговара да биде сега представник да збориме за геймс како ОРЗЗТВ и да ги поздравиме за сите момци што стримаат деноноќно. Чинго, Никола, Давид, кажи? Абе, ки им препушти, мама, јас сега слушнав таму нешто, Давид ки играл Marvel Rivals со доктор Чинго. Ајде. Игравте? Кој си изгази? Боле од Helldivers 6 пати. Ја ќе ви кажам. Ајде, гомна ја. Таму ти е местото. Ајде, бе. Банджи. После емисија Со голите скини. Затоа симнам капана. Давид Не знам тоа, брат. Чекај, Давид дори тука нека избере. Може и ние. Чекај, оди што ќе даваме? Горе обреме, брат. Чекај, брат. Што ќе даваме? Давид нека даде Шо ќе гол. даваме, не, Dragon Ball Чекај бе, Давид дори тука Sparking да Zero. Ама дури Давид дава. да го избркаме Давид. Не, вака. Дали некој од тука ја играше Dragon Ball Sparking Zero? Ајде. Давид нека влече гивови. Па гивавите? Не? Не. Па дека не. Дека не Нека шлика да. Ајде. Спонзор сале. Не. Стискај таму. Ајде да видиме. ова местено име. Ова ја пробав да играм, ама Така ти кажеш што да читаш. Несторовски. Не, добито е, не се рачуна. Местено е, што ви кажам. Истите луѓе ги бира, гледаш. шо вика? Вика, Ирма, нема шанси. Ирма. Ја вика местено е ова. Ти, Игра. Добре. Чекај. Не, уште еден гивој помолам, ама има прича. Сали ќе дадеме ли? Играта? А да ми дадете гандамот да врати ми играта, Честито. ми се паѓа. Честито игра. Ми го дајте гандамот, пошто не можам 3 работилници од дојам. Слушај, гледај се, сослушаме, вие една работа не знаете, јас знам. Има таму еден фанко поп, што Давид го има косплејано. Не со капче, ама пошто Давид има косплејано Локи, односно Мејор Локи, ја мислам дека сега треба да на гивој Локи. Кој носи капа Локи да му го дава? Да. Ајде, нека го дава. Значи, не е наместено, Ирма, озбилно си доби PlayStation 5. Имаш PlayStation 5, бе? Значи сега треба да ти купам за нова година PlayStation 5. Ба, ете ти. Вици пропусто галерија и не работи више таму. Кажи го на микрофон. Црта Кристина 01. Христина 01. Оги да не станам многу, чекај. 500 левата ли беше? Моје лево, нево, десно. Колку ќе се измачаме за да ги даваме Уште награди. еден стрип од Стефан да даваме, ајде. Ајде. Да го викнеме Стефан, кај е? Заедно да Ај, стефи, брат. Ај, си отиде Стефан, мислам да влече онда. Ајде. Вртам ја. Врти. Ајде, пика на winner, старт. Ирма, ајде честито. Не, зашо добиваат истите? Па Ирма кажа, Не, Ирма. шо вика? Давид Стојков. Давид! Не ти Давид. Стојков си! Давид Стојков! Уште еден стрип. Па си добива, бе, и Ирма си доби, брат. Па ако играле, брат. Пецо не си платен за толку да. Пето! Што има други игри? Чекај да ми ги Сенуа сага Hellblade 2. Ти кажи си ги твоите па. Hellblade кажи си 2 не успеав да играм, поради тоа што искочи само на Xbox. Не знам на PC дали искочено. Hellblade, таа мрднатата, брат. Hellblade. Сенуа. Како бе не ја знаеш? Здраво, Ти Сонја. сигурно ја играв? Не сум сигурен дали излезен за PC. Не сум сигурен, тоа да. не знам. Знам за Xbox, Сале ми го даваше, Сале бе, кај си бе, го нема бе.
Ми го даваше и Xbox-от да го играм, не можам на Xbox да играм Сале ми го даваше и не го играв. и не го играв. Уште Јан уште Xbox да ти донесе в дома. И ќе беше Не се. играв многу работи, ама после време многу се заредив со Uno, со Path of Exile 2. Пукнав едно 60 сати у играта и морам да кажам, ја купувам ефтина, супер. Викам, секогаш играм Warrior, нема да играм Warrior, ќе играм Witch. Ај маца смениме. Најлошата одлука во животот сум ја направил. Правам делит на карактерот, си бирам Warrior. И сега сум негде акт 3-40 левел, играта гази. Не е стара за на Game Awards, ама за мене тоа е Game of the Year. Затоа што нели кога правевме мовет првично, Тогаш беше ужасно. не ти се свигаше. Не. Значи сега се сменети некои работи, сега далеко. Не да се смене. Познат ми е овој мовет за дека не ти се свиеш, да. Може и Монк ако избера ќе беше јако. Значи добри се Warrior, Монк и оној со стрели што пука. Тоа маги Ranger, за Ranger. Ти дечко Диабло играш, не играш па тој. Абе, чекате малце бе. Dragon's Dogma 2, Stellar Blade, Final Fantasy 8, 7. Се играл? 8. Се играше седмицата. И? Осмица бре. Оде 7 пише. 7. Рибър. Рибърт е 7. Еве ти бе, братче, еве ти. Final Fantasy Ја за 7. Tekken верав бре. Не бе, Да, Текен. Final Fantasy седмицата и ремейкот и Рибъртот, мене ми се едни од фейф игри. Тоа е JRPG, ја мрзам JRPG. Ама Final Fantasy Нешто 7... стил на Helldiver, така? Да. Нешто да. Има бувачки Исто, ги брат. тепаш. Ама овде со голем меч ги тепаш. Значи трябваше Еве- мечот да го донесеш. Требаше мечо да го донесам. Е, сега ќе ве подсетам дека уствари кога се играше, кога се случуваше нели настанот JRPG Quest, технички беше скоро тази излезена и можеше, пошто сме на истото место кај што беше тој настан, нели? Имаше плей тестање, можеше да се игра, да ве подсетам на PS5 тука во джакузи во бейс. Така да мислам дека луѓето имаше добар избор на игри, значи сите бе нели JRPG, пошто беше тематиката на настанот тоа. А мислам дека сите седнува на PS5-ката и пробува Рибърт ја пробува пошто секоја чест за играта. Изненадно, мислам јас сум изненаден што не зема некоја посериозна награда на Game of the Year, али конкуренцијата годинава беше сериозно. Зеде за Музика зема. што е сосема во ред, музиката е стварно прекрасна. И битен дел од гейм. Значи, Ама, сега пак ќе се навратам. Музиката метафор е next level. Next level. Али, да, вака, Final Fantasy, значи, јас и брат ми сме од многу одамна фанови. Не само Final Fantasy, JRPG, ние едно време, добро, не ја толку, он поише, дури и правеше JRPG. поздрав до Даки у публика. Кај е Таки? Брат ми Даки, Кај е брат? Ти си му брат, стварно? Оно е стварно брат. Чекай ме, брат. истински брат, да. Леле, појма немав дека сте браќа, еј. Така поише ние се личиме. Најискрена врска немав дека сте браќа. Кај него гените од Elves отишле поише, а кај мене поише од Humans, пошто ние сме Half Elves. Ја би кажав што брат отишла повеќе кај тебе. Појма немав дека сте браќа, човече. Дворф не викам не. Ау. Ние сме големи фанови на JRPG соопшто и таки на времето и Затоа ја кога јадев кај него ми се налоти ти мене. Final Fantasy 7 оригиналната За PS Kids. е окей. Не ми е меѓу омилените Final Fantasy, да речеме ме малци дури ми и подолу. Сефирот. И Rebirth се next level. И подобре е приказната, подобре е, карактерите се подобри, све. Инаку за мене најдобра Final Fantasy, можам да кажам, од тие што се од серијал, значи текове, би рекол 12-ката. 12-ката е нешто фено. 12-ката е еден тип на игра од која што почнаа други игри да крадат затоа што постави некои стандарди. Например, Dragon Age, системот што го има со како ги контролираш карактерите што не се твојот карактер, е превземен од Не можам да се се запалам. обесиш да- Стварно бе, мене најдовте овој микрофон да ми го за да дадете. биде поинтересно за вакви работи да правиш. Иначе да, од Dragon Age го имаат превземено комбат системот од Final Кај Fantasy знам 12. Во Final Fantasy 12 функционира, Dragon Age.
Окей, тебе ти го дававме, брат, пошто ти немаш коса. Кај Рики, кај ќе го ставиш у бунов? Стефан има коса, ја имам малце. Иначе према продолжиме, че наместам да чекај, пред да го наместиш да кажеме, настанов од кого е подржан. вака, не, одпрем, ајде, може. Значи мора да се заблагодариме највише на цел свет до Y Cafe, кој Точно што донесува имате едно барче таму позади. Иначе кој сака може слободно си станува се зема пијачки, ќе бараме од некој да ни донесе пијачки, Пецо ќе ни донесеш ти пијачки. Пецо ни донесе, така да... И најголема благодарност до дечките од Red Bull, кои што испаднаа најголеми фраери на свет, што ни донесоа Red Bull и се разбира на B42 кои што го обезбедија просторов и аплауз! И аплауз! И на вас што дојдовте. Вака да се заблагодариме и на дечките со гивавеот што ни го Така е. возможија. Тоа се ние. Ние нормално. Фала ти Марио многу. Они, Они. они, Не, тој што е надвор што си отиде, вака, Сале. Сале. Стефан. Гоблин, Стефан, Бункер, Аркона Геймс Аркона Геймс. и кој беше друг? И вие. Кажав ние. Ние. Толку. Да не беше Сале, ке немавме гивави иначе. Малце ли е? Малци. Да не беше Сале, ке немавме гивави. Дека Зашо? он ми го даде он гандал, вика еве за гивави. За Стефан да му го дадете. Види, може да патне. Еве за гивави. И сега муабетот е ми го даде, викам и ми текна, викам, ако преме новогодишна може да преме гивави. И као Гранд гандал, giveaway на девели некако викој што? се склопија и Бункер, и Гоблин, и Аркона, и ние нешто што земавме од Полска и така. Да трне работа, викам, И ние кои сме соработувале со истите овие што ги набрав, се со Сале, значи луѓето се секогаш отворени за соработка, значи и Бункер, и И Гоблин. со Сале си соработувал, бе. Да, не сме правиле гивове со Сале. Пето Значи, не си го со заборавте светлото, уште еден бе. бе. Знаеш кој заборавте? Црвено светно онде. Знаеш кој заборавте? Фанкограм. Фанкограм, леле, стварно, фанкограм. Тука е, не е тука, така? Не е тука Славче, него поздрав. Чека Така да со сите и ние што сме соработувале, секој се отворени, секој расположени, така да и од мене фала. Сега бе, братче, не се Не ке. ослепи рад. Ова е истренирано веќе. Јас се извинувам за овие мали технички проблеми. Не, добре. Пошто ги спомнавме сите, што ќе даваме, ајде. Што ќе даваме? Капче од нас, уште едно. Пошто 100 пати кажавме нас. Assassin's Creed. И добитникот е... Хајде име кој? Филип Шутаров. Филип Шутаров тука е, не е тука. Да е здрав и жив. Ќе даваме и едно, Уште ли бе? уште една чаша. Од нас е, не, од Гоблинова. Од нас е бе. А, да, од нас. е. Купена од Гоблинова од нас. Со стикерче внатре, последната, нема више, да знаете. Што е ова? Много е Stranger Things Helldivers Club. Хелдайверс 2 клуб. Еле, ајде. Кој вика? Шо вика? Филип J.01. Филип? Филип си, шо влезе, дечко? Филип си? Чаша, Чаша. брат. Шолјичка. Нишо, и Филип ќе го исконтактираме. Некако... И ајде, чим почнавме, ајде, да даваме уште нешто. Оставе да има вече. Добро, имаме уште. Тука 4-5 Еден, саати ќе два, бидеме. три, Да се награди. 4-5 награди имаме уште. Осте, чекаме, Ајде. 10 сме ги далеле. Ајде. За игри уште ќе збориме или сега Ќе збориме за најдоброто DLC негаш направено. Elden Ring Shadow Elden Ring, тоа можеш ти да збориш, брат, слободно. Ще еден мастер. Уште еден мастер. Ја до кешем конкуренцијата оваа година беше страшна. Добре, брат, ти За Game of the Year конкуренција. Тоа наоѓам време. пиеш ли, бе, брат, уопште? Ја имам еден супер пауер. Тоа се го кажам. Тоа се супер пауерот ја што го имам се вика инсомнија. Ја не спијам. И така постигнувам и гейминг, и аниме, и боје. Чекао, уопште као не искал. 3-4 сати доволно. И уште една работа. Ја, па брат, ти еден Red Bull да рокнеш, После 5 сати. едно Red Bull че да рокнеш. Не му треба. Два Ти дена, не брат, ти спасуваш немаш нас љубителите на Red Bull, не спасуваш за да има повише. Ето така. Инсомнија има. Иначе официјално овој ми омилен Red Bull е од Apricot Праска. Strawberry. А, со стробери. Заборавате дека Рики паралелно бои фигури, Игри. слуша подкаст и гледа серија Мјутната со превод.
Паралелно. Рики, дај ми ја твојата болест, брат, нека ме спијам ја. Значи Не имам спие. имам за играње Path of Exile, имам серии за гледање, човече. Та не ја даваш. Немаше по 7.000 поени од секоја армија дома да има обоено, да не беше инсомнијата, така да. Овие очигледно немаат деца, па неќа да спијат. Така е! Како да немаме деца? 5 децу прво да имаме. Добро. Наши деца. Ја имам едно што не Фери, знам брат. Фер. Марио, Никој не ја свати фората. Elden Ring. Плюс тоа сега што го најави, ја ќе видиш. А види, ја ќе се навратам ептен назад првпат кој ја најавио Elden Ring. Се појави тој нели рачиња нешто. Кој нема рачиња, нема не морска. Рачиња си пукајсите ми се она тенчу, менчу, такви глупости. И најнаш искача некој трилерче. Мијазаки, Джордж Р. Мартин, нов универзум. Вика и топ. Elden Ring. Убедливо една од најдобрите игри некогаш направени. Од нигде никаде најаву... Ја ќе те демантирам, брат. После, те мога да се докажам. Да, знаеш кој е најболи? Нека Што се кажам дека си управо. Со некои гњурци нешто сака. И од никаде најавуваат DLC, што се вика Shadow of the Earth Tree. Што као демек требало е приквел, приказан да едно друго, искача. И навикнати сме нешто ситно, неколку сати, нов свет, едно, друго, испаја, колку е тога бе. Убаво играње, но 15 сати имал тоа. Сигурно. Све ново, Плюси мрднати босови, УПМ тешки. Ново што го најавија сега ќе биде исто супер, але стендалоне нема негде да Не, тоа, чиме From Software Multiplayer, не. Ама ние со брат ми двај чекам. Ние речели со Даки. со брат ти што не знаеш дека ти е брат? Со него баш. Даки го најавме брат ти тука, брат. Не изгубиме. Он е по-брат, ама визано тебе ти е брат. The best brother in the world. Тоа е Даки. То Инаку ние игравме кооп со него Elden Ring, значи пред да излезе DLC-то и кај нас експириенсот ни беше супер, така да ние уствари едва чекаме да играме нешто Souls-like да речеме, што ќе биде така по ориентирано на кооп. Чекай, со на кол. Руш? Бруш. Руш браш. Сакаш да играме кооп и Path of Exile двојка? Ми треба некој. Ќе ти пишам вечер. Банджи, сакаш вечер да... Helldiverс. Си отиде мојот дайвер. Пеколот да не скокат. Мојот дайвер си отиде. Инаку друго за мултиплеер, извини се што пригам, ќе се навратиме, значи Elden Ring, Space Marine 2, мултиплеерот е... Ја не го пробав и ми е многу криво. Абе, дај тебе, еве бе, ајде ќе ја купам ако е Ја начин. ќе ти ја дадам. А како ќе ми ја дадеш? Ти го давам акаунтот. Не бе брат, така, што ќе ми го дадеш акаунтот? Не ќам така. Нема везе. Ќе дадам гио, ти треба ќе ти местиме гио. Ќе ја земам, ќе играме. Ти текнува. Доброто нешто е што е крос платформ, значи тие кои Да. Вчера ние со Даки кои игравме ни се дешаваше, ние на PC ја игравме. И Helldiver се крос платформа. Се Мислам. дешаваше луѓе од Xbox да ни дојдат од PlayStation и јако. Че и на Xbox има? Е па добро, ова душе Ја би ги замолил. ниту дека многу добра па Xboxот не може да ја поддржи брат. Ја би ја замолил и публиката и гледачите да израчунат она Helldivers count, колку пати е кажано во Кој епизода. ќе погоди колку пати ја кажам? Кој ќе повери колку пати е кажано, му даде нешто. Не, кој ќе каже точна бројка, колку пати е кажано у коментари на YouTube видео. Кој ќе погади? Не знам, ќе најдеме нешто. Нешто Пакетче ќе бе, му даде. пакетче за нова година ќе му даде. Кеч милка. Така. Познаете вицот со сладоледот? Не знам, не сум јадал сладолед, ами имам гледано како јадат. На. Брат ми е раскажувано. Све, ти го така? Од ова све имам, ама гледаме како се игра. Толку немам време годинава, Лака. вака, пардон. Ја каснам со игри. Значи ја моментално играм игри од 2022. Ето сега доби една. Сега добив една нова патемна конзола што ја немам, така да ќе треба да си купам PS5 Ќе ти сега. дадам бе. Па кажи нерма за И- има- господина. не, да не, доби. пошто Тоест, он- не си доби ти бе брат. Она се доби, Не така. си доби ти. Па јас ќе купам PS5 сега. Ти текно е. Ама ги купи со слушалки, со камерче, со уште еден контролер, Со VR, со VR, да, со она со портал, со апсолутно. Треба да се игра Beat Saber. како ги набројавме сите фейлови за година. Слушалките не се фейл, брат. Pulse 3D тоа, за новите не знам. Едно Не. прашање, може да почнеме со игри 25-та што ќе искочат чим Може, да. Чекај, чекај, дај нам бројме. Шо, Добри брат, игри шо? што излега Шо? година, Tekken 8, Ето ја Dragon's Dogma 2, Marvel Тоа е Rivals, пробано. има Until Ја Dawn. не сум играл тоа. Што пише на Until Dawn бе? А? А тоа ремейк Until беше. Dawn е ремейк.
Па ако гледаш и има и други што се ремейк, ама нема везе. Добро, 2025 што искача? GTA 6! Дере ти одма за GTA 6. Па што да кажам друго, најболе. Имаш Death Stranding 2, имаш Добро, Doom тоа е боле. Dark Ages, имаш Не е Doom добро. Awakening, имаш Elden Ring. Што е тоа? DLC е Тоа што го ново. зборевме Не, сега. нова. Standalone. Имаш Game of Thrones, имаш Ghost of Yute, имаш Hell is Us, Little Nightmares 3. До душ. Играта што е King's Road, пошто го гледав, ние actually ги гледавме Game Awards live. Трейлерот изгледаше многу добро. Абе, За Game of Thrones. мене не ми се свиеше CGI-от некако, тоа, ова, CGI-от па ја. Трейлер. Они ќе Брат, Witcher 4 трейлерот, каков е, не ме заебавај, брат. To second Не е to cinematic, which не е cinematic. plenty. Абе, за... Ингейм. Значи не можеш да споредуваш, 5 години се разлика. Ама брат, значи и игри како Last of Us, како Senua, како, не знам, како Ghost of Tsushima, што има Helldivers. Helldivers, 2. што има, значи, графика ненормално добра, со порите на луѓето да ги гледаш у ликот и да ја направиш Game of Thrones да е таква. не изгледаше уопште лошо. Мене не ми се сви. И ја, гледај, ја споредувам со Witcher 4, брат. Witcher 4 ја гледаш, брат, као филм да гледаш. Овде нешто ми може да е геймплеот може да е добар, не викам не, ама лака на графика која ја видов, мислам дека е назад едно 5 години. Чекај, Вици нешто сега да каже. Кажи Вици. Точно, брат, управо. Точно е, браво. Управо си, брат. Браво, Стефан нешто сега да каже сега, пошто нему да Стефан, не брат, не Стефан. Знам дека Оги ги прел, Кажи. Оги е прел листа овдека. Точно. Ја од овие сите игри што ги пишал за 2025 што треба да искочат. Да, Има јас една игра тоа што не е пишано овдека што чекам да искочи, тоа е Pokemon Z2A. Пошто јас сум Pokemon фан и Nintendo фан, гледам дека овдека вие фановите на PS и на PC, само такви игрици. фанот. Ја не. Кај се бе Nintendo игрите овде? Брат, Ексклузивите. значи, пишав, excuse me, мистер. Games 2025 лист, copy-paste. Гледам горе пишува топ 10 2024 Google Docs. Абе, остај ти тоа топ 10, тоа не важи така се вика фајлот. Nintendo се посебни. Апсолутно ќе направим посебна емисија за тоа. Значи за Nintendo ако патиме да Па ќе направиме еден подкаст за Nintendo, ќе се вика Nintendo. Nintendo. Да. Ghost of Yotei? Очекуваме. изгледа добро, ама ќе видиме како ќе види. Вака, на трейлери Мене ми е на. На трейлери изгледаат сите перфектно. затоа си велам, нека излезе играта прво, па Ама за разлика од тоа што знаеме од Ghost of Tsushima, што игра беше, а ако ја направат, треба да направат само copy-paste, брат, од играта. Мене не ми се свија трейлер. Геймплеот Кој не ти се од свија? Ghost of Yotei. од како се викаме она многу е нема везе. битно приказната како ќе изгледа. Многу е битно тоа. Значи може Точно, да. Биле и супер. Точно да, мене ме купува приказна така да. Зборам ја за тоа. Еве пак е повторам, значи мене ми е за годинава што помина Unicorn Overlord, најдобра ора, реално графички си е така 2D аниме. Не можам ја, мене графика ме купува. Затоа велам. Ама приказната ми беше next level. Little Nightmares, дали имаш играно? Првата, да. Втората? Исто ја ќе предобра игра. Криво ми е, многу ми е криво. У Полска идеме, гледам штант на Little Nightmares 3, викам, окей, ќе ја играм да прошедам. И скоро ја заборавив дека играта е Значи за таму. тројката не знам, за двојката не ми е играна, ама слушам нели критики дека Ја е подобри играм. од кецот. Вториот дел. Amazing се игрите се. Игрите се гениални. Топ се, ја играм ја двојката дома. Дека, значи, игри како ете Little Nightmares и такви да речеме по инди, добро, не е баш инди, ама да речеме не AAA игри, туку е AA игри кои што немаат толку грандиозна графика и се, ако Не бе, додат топ графика имаме. Спореди ја на пример со Ама
Немаш да Така да кажа дека не е groundbreaking, да. така дека стилот е различен. Дека не мора се да изгледа реалистично и се, значи ако има добар стил, како е Little Nightmares на пример, и ако има добра приказна, добра идеја за геймплей, се продава ќе биде добра игра. Добро. Ја период ствари играм ремастери на некои многу стари игри. Сега го играм ремастерот на Legacy of Kain на Soul River на Кецот 1, каде уште сум на Кецот. Чемат се треба да искочи нова, нели? Ремейк е или ремастер ќе искочи? Ќе искочи ремастер, така? Тоа го видов. А искочи? Ја ги играм веќе. Така. Мене Legacy of Kain ми е од топ 3 најдобри франшизи ever. Супер е, ремастеров е супер, ама не е пак ќе речам, не е некоја, не знам, каква графика порите да му ги гледаш. Да. Ама е, тоа е. Ја играм ремастер, одnosno пардон, играм ремейк на уште постари игра. Играм ремейк моментално на Nintendo DSi Soul Silver Pokemon, што е 2009 искочена, што е ремейк на уште постари игра како на Silver, ти дека така да уште постари. Пошто ја и ти сме маца повише Nintendo фанови. Спешал. Дали у 2025 ќе кажа Switch 2? У 2025 ќе искочи Switch 2. Значи, ја и ти ќе го купиме одма. Не одма. Значи, кај мене на Патари на Петровец, кога ќе оди комбета, на кај галерија Илијаков. Овој динамик е тај брат. Не, фрламе жица, шајки, стопираме, крадеме комбе, брат. Зијаме Вести ќе видат тоа. Да паднале комбе, парите ги оставиле, Свичови. Два свича само. Само два не. Само два земеле. 30 река. Ајде ја. И ја ќе земам еден, ај. 4 нека. Го грабија комбето на галерија, кој доставуваше Nintendo Switch 2 конзоли. И најако Кој фалат 4 Nintendo свича. Најако е. Ја како новинар, ја ќе известувам тоа. Како новина Марио. Ја ќе пишувам за тоа. Ја го правам градот, Ја имаше тројца украдове свич. иницијали МС, ОЗ, РМ и Едно од најдобрите конзоли не. Мислам дека луѓето што играат PS5-ка го ругаат Switch-от затоа што нели нема мок, како што има PS. Не, како што има нема мок, реално нема мок како процесирачка мок нели како PS5-ка. Ја чак што виши се мислам да земам свич. А се шушка дека Switch. Не, двојка? многу ми се скапи игрите, некако тука се мислам. Ќе има backwards compatibility, а Switch 2 ќе има мок како PS4-ка. Ама джабе брат, човек Така да има не па една изгледа. игра на Nintendo и 30 години да е стара ти е... Ексклузивите само, иначе на тие што им се од други компании дават попусти. Па чекај малце, стој. Ја преби Бетмен да играм на телевизор толкав него ли на Ама Switch. ти не си играл Зелда. Ама Switch-от се Зелда е Значи, ексклузивна. тоа сам ми беше у емисија. Не ти не се кога јако. И кошта за 20 години ќе кошта 3000 дарки брат. Огнен. Абе, Оги. О, брате, абе нече да слушам. Switch-от ќе си го тукнеш од телевизор. И? Па ќе играш на телевизор, бе, брат. Нели на телевизор сакаш да На играш? контролерчано? Брат, има... Че, Nintendo Switch Pro. Знам дека има. Јас Switch-от го играм исклучиво на телевизор. Ако е Switch-от е примерно handheld конзола, така. Значи целта му е да биде лесно за транспорт, нели да го играш било каде. Тоа е тоа, наследник е на Helldivers си има за Switch. не знам. Ја нема брат. Game of the Year. Game of the Year беше... Не, Game of the Year е Helldivers 2 за мене, тоа за Чекај, сега ќе проверим. За мене. Ради мојата бираш да А даде. иначе Zelda има, да. Оги бире награда пред идеме на серии. А? Што да даваме с Гио, ајде бирај. Пред серии? Да даваме од Бункер Чамбара. Мора да кажеме, Вака ајде. сега. Ајде кажи убаво ти. Вака. Чамбара, стрип од Бункер, ама со подпис од Рекиони. Ексклузивно подпис од Роберто Рекиони која беше на Стрип Трип. Благодариме Давор и целата екипа на Strip Trip што ги донеса двајцата прекрасни италијански стрипаджи. И им благодариме и на Бункер што ни го дадоа стрипот. Што го издаде стрипот. Што го издаде и што ни го даде со подпис од Рекиони да го даваме. Бориме со Вици од Бункер шо да даваме. Ми вика чекајте, копа таму, копа и го најде. Со Ваци мислиш? Со Ваци, извини. Вици е тука. Извини, Вици Вици. е овде. Ајде, влечи. Кој?
Кој влече, Реки он го добива. Дај некој нека добие да. Морам одново. Не може. Нема не тоа дека. И добитник е, ја знам ова, Или Луми. Не е Ели тука. Луми. Не е тука. Или Луми. Ели. Не е тука. тука Ели. Добро. Ели Чамбара Баш фана стрипови да виката. Супер, топ. Серија Рики, а? Ќе даваме нешто друго или не? Не, остай. А да завршиме со стриповите, уште еден стрип да даваме? Ајде. Ајде. Шо даваме? Последниот од Стефан. Сите се подпишани од војник. него иначе. Ајде. Шо вика? Многу е добар стрипов, иначе го прочитав. Му кажав, пишим, пратим го на некој Marvel, DC, Ќе нешто. биде пратен, не се секира. Мислам дека веќе работи на случај. Не знам дали добила Петровска М. Петровска М. Слава. Somebody, Ета anybody, Петровска М е добитникот. Никој од Петровска М нема. Чекај ја. Кај е тој стојмалца? 2, кај е Шо третиот? бе? Нема везе, ќе го најдеме. Стрипот го продаде куќата. Рики, знаеш, ти за серија да почнеш или ти, Стефане? Ај, Стефан, ти почни, пошто ништо не почна. Ја би за филмови. Нема да полиста. Ја би почнал за филмови, пошто највише од тој ми Ајде за изгледа, но? филмови, ајде, може. Така да, чекам малце. Ја уште барам Helldivers дали ќе дојде на Switch? Или ексклузива на Ја PS5? нема, брат, ја нема. На PlayStation и на И за PC компјутер има има, не е само. ексклузива? Окей. Ще листата отидам. За филмови, ја? Све е на место, не, ја мислев сум изгубил ден, се е тука. Ќе видиме што листа на прелоги за филмови. За филмови, ние Добра сме листа. дал два. Deadpool and Wolverine. Ајде ги збориме за тоа. Ајде, може. Може. Ја прво го гледав, мисля дека е најбољи филм ikada. По втор пат него досада. Не дека е Доста за ми најбољи на филм. втор пат. И када, ама е, шо знам, окей филм че е, брат. Не знам. Само очекував повеќе X-Men карактери да видам. Не знам како Стор, па ги купиат 20 Сите. све. Зато логото, спойлери кажуваме, па Да, малчки. нема Сите, везе. Зато твоите беше скршено упозадина, затоа што на лиценците. Очекував да ја видам Сторм, Халибери. Очекував да го видам Професор Екс. Очекував да го видам Дедпул како иде кај нив у оваквото. Ама Дедпул технички иде у школата и професор Икс се права таму затвара врата шибер. Односно, двојката. сакав да го Пистија видам, затвара вратата, професор Икс се збори. Да. сакав да го видам тоа, ама сега добро. Види, нема тоа се везе. многу пари прво, да се разбереме. Сите тие глумци да ги собереш, освен ако не се на добра волја да дојдат, нели, да Па изглумат добро, брат, реализираат улога. за една сцена, брат. Може ли да го направат? Може ли да го направат, брат? тука фактори глумците дали прифатиле, дали не. Дали се слободни, дали имаат проекти? Абе, гледај, брат, не, гледај. Ја А можевме по-другачие- X-Men да имаме сега. Ја правата ми ги немаме по-другачие ни. би го играл тоа, ама нема везе. Хенри Кавил да го донесат како Wolverine тоа. Хенри Кавил како Wolverine кога се појави, Хенри Кавил. Warhammer. Хемер кој ќе биде лев. Warhammer, тој чекам. Значи Warhammer, проект што го прека Ајде. 5 години, многу години го прека, да. Успеа некако да се договорат со Амазон, пошто Амазон се ѓубриња. Нели пред 2 години рекоа како окей, не се дешава, Хенри Кавил се напна, нели? Така, не беше вистина? Окей. Имаме многу голем период на тишина, за апсолутно ништо не се збореше официјално. Така. И почна да доаѓаат руморс, вакви руморс, онакви, ама руморс сепак. Па дека треба се набило човекот, му треба поише мускули за дайвер да биде, не за маринец. Добро, брат, све се прави. Дали Хенри Кавил ќе биде Гилиман? 100%. Не. Хенри Кавил треба да биде Емперор. Ќе биде? Не, јас сакам да биде, ма дали ќе биде? Нема биде. Кај дека се едно моје предвидување, што не мора да значи дека ќе бидам во право, моја предпоставка е дека ќе почнат со приказните за инквизитори. Окей. Предпоставам. Или Айзенхорн ќе го батат, или ќе видиме некој од другиве, пошто знам дека Хенри е фан конкретно на Айзенхорн трилогијата. Зашо го слушаме Рики слабо уствари? Добар филм, брат. Вака може да. Изјава, овој ќе требаше на Дел Рики, му дадеме микрофонот. Ја медузава.
Ако брат овде тука иде. Така да ќе видиме али во Хенри имам доверба, во Амазон не. Апсолутно. Што Амазон зезне многу. Хенри е траст. И уште една работа. Колку успешни адаптации од игри сме добили на филм или на серија? Last of Us. Не, у последно време има. Fallout беше. Fallout исто. Borderlands. Borderlands. Кој? Аркейн. Фала здраве, фала Дамјан. Аркейн втора сезона Луци. Mortal Kombat беше добар шо, ама зборуваме оваа година. И Вичер беше прва и втора добра. Вичер. Не ви се свиѓа? Втора беше на Јан трет. Кецот. Кецот сигурно. И го покажаме здраво на сцена. Ја тројката не ја ни играв. Не ја ни гледав, извинете. Ја не играше бога. Зашо би ја гледал? Не знам, брат. Не, Прва сезона беше окей. Парва не беше окей. Тоа Што беше. мислите за промената на протагонистот во Вичер? Ја би му дал шанс. Дали би му дале шанса? Ја да. Ја не уживот не бих да му дал шанс. Јас сум огромен фан на Lord of the Rings. Втора сезона Ships of Power не ја. Јас заборав като искаш, actually. Браво. Се сеќавам. Ама првата изгледа така. Од Амазон. Првата изгледа? За жал да. Тоа беше Lord of the Rings. War of... Да го хирим. Тоа прва треба да го гледам. Ќе го изгледам па ќе кажам. Не го гледаше? Не. Зашо ми се да го гледаш? Не ми не изгледа. Излезе сега на диджитал за некој период и нели. Добро. Види, не котира многу високо со критикиве, така да ќе видиме што ќе биде. Не, ја Рики го слушнав дека не се држале баш до Општо. Значи вака. до Лоро. Lord of the Rings. Ако го поделиме на 3/3, прва третина се држи до оригиналната приказна, после тоа више. Ти верувам. Знаеш дека интересен факт за мене. Шо? Последни филмови од серијали немам изгледан. Например, Venom 3 не ми изгледан. Venom 3 не мене. Exactly. Строје. Не знам дали потпаѓам под влијание Кажи на ми критики. дека не Што? си го изгледал и Ајде. Lord of the Rings, The Return of the King. Беше Ама чекай маце. Зборуваме за филмови лейтли што излегуваат. И Rings of Power втора сезона е јака. Як шит мислиш? Ја и ти имаме муа. Ајде, така. Ја ќе ти го дај фоа, брат, ама веруј ми, некаш да го Star Wars последниот филм не е гледан, точка. И нема го изгледам никош. Значи, освен еден Чекај, член кој е што го гледам последен таму филм? позади Дамјан, кажи го овакото и може сигурно да ме оспорите, молам не го земај микрофонов сеа. Дај ми 15 минути барем. Лично ја кажи Lord of the Rings, ова Rings of Power, втора сезона ми ја засени прва, ми го спои све, детски сон си видов, срање е за многу работи, признавам, нема масивни битки, ово оно, кул све, ама сторија феноменално. Како играат они на моментот каде што немаат ни права на Силмарилион, пази, Силмарилион немаат права. Правиме муабет за неполни 5 страни од Силмарилион кои што они кажи го овакото прават, вака байпас околу сето тоа. Не го има. Не, апендикс се вика зашто само така добиле права, каже го да го разработуваат делот кој што единствено каже у Силмарилион прв пат. Единствено. Оригинално причата, кажи го оваквото ја, тоа што го имам читано пред 20 и нешто години, е Силмарилион, кажи го од Кристофер Толкин кој што ги имал. Ама тоа што Rings јас of Power има права е од Lord of the Rings апендикс. Точно. И со оглед на тоа дека кажи го оваквото Lord of the Rings се поставени одредени работи, кажана е перена и лутуена, овоа и оноа онака као пропратно, овоа е земено на пропратното и изиграно е доста маестрално. Ја кажувам како човек кој што ја слушаше 2 пати и ја гледаше еднаш само за да видам дали е се окей. За мене лично гледано, кажи го ова модерно општество кај што више нема ништо свето, значи нема ништо свето. Рики не ми се љути, знаеш. Али кажи го овакото кај што нема ништо свето, ова доста добро, вака по светичко е тро.
така да од таа страна гледано, таа серија. не се славам, така да Rings Еј, of Power е... за вкусовите не се дискутира. Секако. Али ја кажи го, Rings of Power е едно од најлошите... Тој шанци. На Безос му требаат пари да си ги врати парите, кажи го. Милиарди ќе зема, дајте, гледајте ги, нема смисла. Некој дал милиарда евра за тоа. Долари, whatever. Не би сакал да ви го превземам, ова беше вака. Имам едно прашање за тебе. Дали го гледаше Джокер двојката? Не, ама Добро. една работа кажи го овакото што ми го продаде комплетно, ми е гајле дали нема ми се свија или не. Беше коментар од некој тамо New York Times или шо и да е ова е една психоделична како беше психоделична, не драма, не Мюзикал. мюзикал. Психоделичен мюзикал. И кога го размислив првиот дел и знам сите глупости околу продукцијата како стигнали молеле за парите, првите парите им ги даа за Јоаким Феникс да изигра маестрално тоа што го изигра човекот, си зема Оскар и браво за него, нели супер све, али кажува пошто овој пат го молеле, првично го молеле, па после иначето од муабет со Цветковиќ, кажи го Зоки Цветковиќ што ви е нели у тој бизнис, кажи и он каже абе слушај, прочитај малку од страна лево од десно да видиш како шо. И испаѓа дека вториот дел дошле господата од Warner Brothers кои што првиот пат овие дошле да молат, им рекле као нави ситно нешто, направите нешто за ситно во што има, толку имам, какво е, такво е, добива Оскар, така, и сега им викаат, а да правиме втор дел? И овие викаат, абе, шо знам, абе, не сме за втор дел, ова беше стендалон филм. Абе, не бе, знаеш, сиквел, добра ствар е, знаеш, пари, ово, оно, другари, делото на Боб Кейн и тако далje. И лепо, фино, кажи го, ви им шибат као, окей, 250 милиони долари не треба да нас, ја вега. И ќе правиме, ама одврзани раце. Одврзани раце. Така. И го направија, Джокер, кажи го, беше така. Фуледу. Не, затоа ќе викнем една личност што не е овде да го кажам, ајде. На Браво за француски. нив, не го имам гледано се уште, ќе го гледам, срдечно чекам да имам, кажи го, ментална способност тоа да го изгледам. Али морам. Сега на HBO ќе одаа, така да. Немаме HBO. Пиратерија, јеби га. Имаш стримио. Имаш стримио. Кога сме кај Lord of the Rings, ја мислев ќе одночете муабетот, вчера излезе на пиратска, кажи го бе, War War of the Rohirrim. О, вечер ќе се гледа тоа. Лепотика. Не знам, дали сакам да Па гледам е, Lord ама- of the... Гледај, ја се разочарав со Хобит. Кој Хобит од CGI-от ми е 70-ти? хаос. CGI-от ми е хаос, брат. Ама чекај сега. Општо, за Хобит. Значи немаш CGI да го направиш хаос на Хобит, а имаш све како што си имал Lord of the Rings и поише. Lord of the Rings Подсетам CGI... дека во Lord of the Rings е practical effects све. Знам дека е, па Ништо зашто не не е го направи преценено, значи ако треба да има 10.000 орки, има 10.000 орки. Не е точно, не е точно. Не, ама да, окей, ама... Не мислам да се мешам у штипки, ама пошто се мешаш у штипки. Морам се ја да ти кажам, не е тачно. Кажи го, значи за оние кои што не се запознаени, кажи го, нели, студиово на Питер Джексон, како се каа, Веда студио. Они, кажи го, оваквото направија милиарди само на, значи, кажи го, оваквото тоа апликацијата, односно, пардон, извини, не апликација, него, како би дошло тоа? Програмче, како би дошло? Генерат, да. Туле, кажи го, алатка е, која што, кажи го, прави рендом, кажи го, оваквото гужви. И сега тие рендом гужви ти што мислиш 10.000 луѓе, не се 10.000 статисти, нема поише од, кажи го, оваквото 400 статисти у еден момент. Ама не, гледај, Тоа е еден момент само. и да се 10. Направено е перфектно, брат. А Хобит тројката е избрзан филм, тој треба да легне, Не, слушај, Хобит треба да биде еден филм, не 3. Хобит тројката Не ја обработуваат самото Хобит. Знам, да, фер. насловот на Хобит тројката е Battle of Five Armies, а нема 5 армии. Има. Кои се? Дека се одлите. Оркс,
оркови, луѓе, кажи Dwarfs? елфови, имаш гоблини Кои волци бе брат? и волците се Ама последната кај се? армија. Животните, кажи го. Абе, дечко, ти Кој ги треба јава, да брат? читаш, треба да читаш, треба да читаш. Ама орките ги јават. Не, Да. чекај, се смеам. Нели орлите Ама имаш две различни треба армии. да се... Тие се пети. Не рачунам ја од тоа. Ништо. Се умори. Ало, ги. Прашање имаш, брат, мислам. Така види ги брат, ево. Види ги прашањава. Флипчарт, кажи го, фабрика е, брат. Така. Имаш 30 секунди го затвориш овој тел сегмент. Го. Така пише таму е. Гледај. Ја не знаев дека Hellboy ми искочи на оваа година. Да. Ама беше Поаменко. Ја лично мене ми се свија. Пеколко брат, пеколко. Колко? Зашо очекувате од уметност која што сите ја зборат, кажи го како петпарачка уметност, за ефтина уметност, за сите луѓе, значи за луѓе без пари и сл, барате вие high-end чуда и врагови. Значи тоа е исто на истиот начин, кажи го, тој тип на, кажи го, уметност Огден бара. профункционира во конкретниот, кажи го, пример. Еве Hellboy не треба, кажи го, филмовите се гледаат сега за Оскар. Не, никој не кажа, ја не сум го ни гледал. Или е тоа. Исто како Бет Wolverine, го гледаш for fun. Никој не очекува да Никој не биде... очекува. Ако сега земам, донесам, сејавам на 3-4 другари, ви ги донесам тука онака на фурани на 50-ти, крај на 50-ти, почеток на 60-ти години, Б класа хорор филмови од типот на Ноќта на живите мртовци. И сега ти кажи го како филмофили, сите знаеме дека зародишот на зомбиота, кажи го, се од прилike е тогаш. И сега ако гледаме дека сега имаме 50-60 години подоцна, имаме Walking Dead 2, Walking Dead. Леле, бегај, Ајде да тоа видиме е... што се случи со девојчето наму што се загубија ние двајцава. Да видиме што ќе се деси. Ќе умре, нема да умре. Се сакаат овие црнецот и билецот. Може, нема да може, не знам. Откај да знаеме, дај видиме. Има тигри. Ја ви кажи го, паричиња. Успопо некој Ајм цифра, два гасо. Тоа си какво искаш? Искаш шумат на парите? Лусија? Уште не го уси. Ако гледаме така гледано, значи сега тие што ги гледате Hellboy за 30 години, можда, не знам, ама можда не ќе бидат Б класа култни филмови. Ама тој пита за ќе бидат култни филмови. Култни филмови, сите филмови што ги гледам, дечки, да бидеме на реално. Мислам, Blade Runner што сите сега хвали спеваат генерации, лала, Blade Runner, лала, он нема направено, кажи го овакото, ниту парите што се потрошили да го направат филма. Значи, Blade Runner е после 40 години битен филм, sci-fi култура, филмографска култура, макето, еве ти сега си ми тука, кажи го со макетни, кажи го овакото моменти, кажи го каде што дели. Тоа се ти Диорами кои што се пер екселенс за свое време. И исто као, ќе ве прекинам, и исто као Мадам Веб. Што е добро, што не е добро во овој момент. Али Ќе биде култен. Види, истото е и у Lord of the Rings, мислам, филмовите се тоа практични ефекти. Нели имаше она дека уствари Хобитон го граделе со години како сет додека стигне до тоа да може да го снима. Се може да го посетиш реално. абе, сега више нели туристичка атракција, каже го Нов Зеланд, кој не иде у Нов Зеланд, сигурно не иде за овците. За овците да ги гледам као има. Авиони има направено. 40.000 грла, он имаат милиони илјади грла. Знаеш, као, многу ги има. Не бе, не може да. Конспир со овци, знаеш, као, тоа е тоа. За Нов Зеланд. Чекај, кажи. донации тука за Нов Зеланд. У секоја епизода имаме различни донации. Так, за Нов Зеланд идеме. By the way, ова се околу муабетов со као каков бил восприемен, кажи го овакото Lord of the Rings стариве филмови со серијава сеа, една многу битна разлика што цело време се скока, ама цело време се скока. Колку, кажи го, знаеше јавноста за Lord of the Rings филмовите 3 години дека се снима? Немаше Скоро тужби со банирање, кажи го, од интернет страња, глупости ово на лево десно, големи вестници, кажи го, овако да добиваат ненормални, кажи го, овакво казни, зашто објавуваат нешто кое што нели било заштитено вака или онака, било снимено на нелегален начин и села. Сега,
тоа како маркетиншка кампања кај што ништо не ви кажувам, види ова и 3 години ве чекам сите бомбончето види како вкус има. Леле види бомбончево. Ме разбираш? А сега за Lord of the Rings of Power, дечки ве мола, мислам на трейлерот кажи го пред година дена што излезе, знаев што ќе се случи следнава сезона, ова ќе се случи, добро, окей, сега супер све. Идејата е дека кажи го моментот на антиципација го нема више. И сега нормално е дека кажи го импактот кој што го има гледачката публика е тотално различен, комплетно различен. Значи ќе се бараат мани, све е окей, ама продуктот не е добар. Брат, имаш хардкор фанови дури и на Библија и имаш као, окей, Исус Христос сака. Ова глава Библијата не е добра. Не кради, не убива и тоа е тоа. Значи, ако гледаме, кажи го овако да напричите, тие гледаш дека според времето се возат. Сакаат луѓето тоа и тоа, дај на луѓето тоа и тоа е тоа. Добро, Амазон не го даде тоа. Амазон кецот кога даде пробинг, значи фрлаш сонда, универзум, гледа пипуе, а овде имам, кажи го, метеорски прстен, овде имам не знам шо ова. За вториот пат знам кај ќе идам да копам. Вториот пат знаеш кај ќе копаш руда таму дженем, кажи го универзумот. Значи сонда беше прва сезона, втора кажи го оваквото е веќе pinpoint поише accuracy, третиот пат е триангулација, третиот пат кажи го може и да биде Outstretching. Рики, следната година ја и ти овој муабет ќе го имаме и ќе викаш колку беше добра трета сезона да чисто. Ја може да ви предложам нешто. Тоа е симпл. А трета сезона вие заедно да се гледате? Прагматично гледано ја Начин парти сите. Така. И ја ќе присуствувам да имам како се каже. Ова треба И судија. И жути картони ќе ја ми црвени, да? Не, ја и он се волимо, кажи го оваквото, чисто пошто ме начи. Тоа ви е меѓу вас. Меѓу вас е тоа. Вакви дискусии сме имале многу. Тоа е Ако ја за подкаст е прстините ги спојуваат нив двајца. Дали имавме потреба од The Crow? шо? The Crow. Па, фака ќе ти кажам. Сега јас сум више мерачна, ептен емотивно и лично. Кецот каже со Брендон Ли на времето, го гледав у 90 која беше таму прва, втора година и ми отвори чакри на мене да се цртам своји стрипови со мој кеф. Значи, тотално на готик, суперхерои со, кажи го оваквото, со најштракнатен тип, значи, колење, горбаги и така натаму и мрачно. И пошто сум фан на кецот и ме натера буквално да си правам своји стрипови. Значи Кроу каже четворкава го гледав или пета. Четворка. Па Не знаме, не бе, ова е ремейк. Ремейк. Не е уопште Од ремейк, Кецот. еве го гледав, пошто или ви кажа фан сум, имам зашто сум фан. Кажи го тотално нема врска со ремейк. Ама го замислија дека треба да биде кец, пошто пак од почеток го почнува. продаваат, нека го викаат така, Да, не да. е уопште ремейк. Тотално ни Ерик не се вика типот, ако вика гледаме Кире може се вика, ама не се вика Ерик. И причата е, кажи го, слична, да, има љубов, прекината од трагична смрт заради нели идиоти, и имаш човек што се сити, после ќе им се сити на сите. Али не е таа прича. Првата прича, гледајте го, кажа со Брендон Ли, свајте што е разликата помеѓу сите делови. Секогаш е лоша смрт, неправедна смрт на некој човек и после тоа смртта го враќа назад за да биде као неизин, кажи го пион, ама генерално тоа е Кроу кој што ако го гледате и у стриповите што се underground стрипови. Дали ти ја читам? Да, имам 2-3 фатено, кажи го Будимпешта 99-та, ќе го пропуштев тотална еклипса на кажи го на сонцето, ќе го пропуштев само заради тоа што заглавив у стрипчилница, ќе вика кај нас немаше такви стрипови. Али да, срдечна препорада. У стрип джилница. Стрип джилница, да, Точно джилница, ма стрипови. Флик джилница. Флик джилница. Не. Ова беше, кажи го, мање више го сега што ги имаме бункер, као што имаме академска книга, кажи го таков тип на продавница, само ја тоа го видов 25-30 години порано. И така беше интересно кога ќе видиш Кроу стрип, си го гледал филмот 10-11 години порано и као ви каже има стрип за ова, чевелше, и доста добар и стилот е добар и пак ја кажам причата, кажи го овако има зашо прават четврти филм или пети филм кој да е овој сега више поред. Пошто ги имаше порано. Поише.
Па, и идеме на истокот. Што е Пагода пагода? лечи па самурај ова, Така ли? нели Small Samurai Empires. Small Ако бе, ајде. Samurai Empires. Ајде. Погрешка више стиснав, така да прочитам победничката вајда, да. Дај му микрофон. Богоевска. Ако е тука. Алекс Богоевска. Алекс Богоевска се јави на Не, крај не, сам да не. направиме скриншот, че да божио. Small Samurai Empires. Тачно. Кола! Здраве ти, Здраве. благодарам многу. Здраве, здраво, здраво. Thank you. Буцни го виците? Буц. Екипо Sony Даде, со убрзаме. Marvel шо прават тоа се знае. Заврши. Batmanverse. Бетлеле Spider-Verse ама од Sony. Со Craven, анимираното? Со Craven е Кравен и шо со мислам Мадам дека? Веб. Тоа заврши. Ако ви се верува, Мадам Веб го пуштив дома 10 минути. Толку. Не, ја го Не изгледав, може. многу беше лош. И Морбиус. Исто. А овој, Нажалост, да. а третиот ќе нема ни да го гледам, дефинитивно. Кравен? Гравен. Гравен. Зашо би губил време? Не знам, брат. Ја изгледав Зашто онакво губат рикет. време да ги прават, не ми е јасно. Не бе, ја изгледав онакво рикеп и Не, види, моментот е, ако, например, некој филм, како е, например, са Craven the Hunter, мене не ми значи ништо. Например, не сум фан на карактерот, не сум фан на стрипови негови, значи, со Craven. И јас, и без разлика што има лоша критика, ја би го изгледал. Онака, for fun, Би му дал шанса. шанса. А гледа са, ама, јас сум Star Wars фан, огромен. Ја На Star шанса Wars? на Star Wars, последниот филм, ти го Ти мача, табираш за Star Wars. последниот филм. Чекај, скроз чекај малце. Последниот филм од епизод Skywalker сагата? Rise of Palpatine. Добро, дека има Не кажувај, Rise of Palpatine. не кажувај. Не ми изгледа, и не знам дали ќе го изгледам. Последните три катастрофа. Шала на страна, Force Awakens беше Force Awakens, Force ми вика Стефан? Awakens, добро. Force Awakens како, значи го сетираше трилогијата многу добро. Мене Force Awakens ми е супер филм. Не можам да кажам дека е groundbreaking Star Wars филм. Солиден старт. Ајде вака сега нешто да кажам, кога стане збор за Star Wars. Исто Става збор за Ја, ти си знаеме, да. Star Wars, ќе кажам само извини. Као се викаше Рей Skywalker. Шат, дај да гасиме. Не можеш така, брат. Излегува, кој излегуваше Force Awakens, нели ние бевме косплей дури овлечени. апсолутно на дента, да. Ја бев джедај и така натаму. Сега, јас recently, повторно благодарение на мојата сопруга, ја изгледав Lost. Lost. И премногу ми се допаѓа. И сега од оваа гледна точка си велам, може би да оставеа J.J. Абрамс да ги прави сите три дела, може ќе беше она солидна, окей трилогија. Може би да. ама така многу шајни ќе беше, пошто J.J. Абрамс многу шајни го сакава. Star Wars се треба да биде гламуросно, треба да биде она. Види, знаеш како имаме некој мајндсет во глава дека ако јас се рачунаме првата трилогија, односно 4, 5, 6, не е толку шајни спаркли. Сега, дали тоа се должи на времето во кое се прави, технологијата со која е правена, да ја подсетам дека на стакла ги имаат сликано, стормтруперите ги имаат редано. Тоа е, сега јас би рекол и дека во однос на самата приказна што сака да ја раскаже, оригиналната трилогија е многу помрачна. Многу помрачна, тоа е тоа, exactly. Джедаите се у нивниот максимум сега, ама го гледа и нивниот пад уствари. Апсолутно да. Така да, тоа е. Ама и втората трилогија не беше толку шајни како последнава. Последната е шајни. Да, ама последните два филма едноставно се лош, вака, не само што се лоши Star Wars филмови, туку се лоши филмови сами по себе. Да се изгубија малце. Тоа е проблем. Дали гледавте од серији од Star Wars нешто? Само Мандалоријан, И Ја не ми знам што Оваа има година серија. ништо ги немам гледано. Што има сега, бе? Ова бе кажија женскава со двата меча као се каже бе. Асока, ја гледаше? Ама Сока не беше лани? многу ме разочара. Ама Сока е А, лани. што лани беше? Асока не, општо си. Така не е битно, да. Сока ми е еден од омилените карактери Star Wars и самата серија ме е многу ме разочара. Ајде ти ги земи го. Стомат се споредија со Сока во... Марио, Ова продаваме го на учено. Star Wars. Ова е многу еко од Сијалица. И со Сијалица? стикери и си ја преш као сакаш. Death Star со X-Wing. Ама знаеме што се случува кога ќе... Старт. Ајде, Рики.
Старт. Да видиме. И Натали. Пау. Не. Зашто? Сам си доби иначе. Коруновска Нина. Нина. Сканина. Жена на Коронова 100%. Коруновска Нина си доби Океј. Star Wars Корон јадка. добива од Джиджи, жена го добива кај нас. Рики да те Одговор е- подсетам уравенката кога ќе споиш дет стари ексвингови. Еднакво на А шо? еднакво на бум. Ајде сад тебе да те... Не, овој. Абе, за крај. Ама нека си седи овако овде. Чувам те за крај. Ајде. Тоа е реакција. Не ја гледав. Не. Слушни ме, што ќе ти докажам. Изаđe наполе. Не ја гледав подолго време поради X причини, не знам ни јас. Не ме интересира, Што, не ме како интересира. нема веза. Тоа се вика живот. Тоа се вика две деца. ЈБГ. И после кога, знаеш, ја пушти втората, ми се свиѓаше, оке беше, ама никако не можев да ја догледам и као загледав на втората и не можев да гледам и седеше и после тоа се напна, викам ќе ја изгледам и ја изгледам, брат, и серијата е Или мастерпис. Фантастично. Next level. Тоа е тоа. каков шогун, какви заебанци бе. Дегете. Немој да мешаш шогун, те молам. Мене поише ми се свиѓаше. Не. Мене лично поише ми се свиѓаше Пингвин. Благодариме. Фала. Домакине. Фала, Пецо! Фала, жено. Благодариме. Поведи, Рики. Нека стои. Ова за Шогун ме частиш? Шогун беше исто. Мислам, одлични серии се и двете. Не можеш да ги споредиш, ба? Ја не ја гледав. Жал ми е, ама уште ја немам гледано. Која? Шогун. Бе, Аркен сезона 2 немам изгледано. бе. Абе, Шогун Исто јас. ептен ја излев дека уплатив Disney Plus 2,5 евра беше 3 месеци по 2,5 евра. Чекај, Шогун не излези на Netflix? Не на Netflix, таа е на Hulu. Хубаво мислам дека. На Hulu е така? На Hulu е, не на Старе, извини. На Fox е, на Fox е. Ама не На се Fox е, ама Fox Хаде, ги купија, чекай малце, Стар wait a ги купија minute. Fox. Чао. Битно и двете серии се предобри. Пре. Различен жан се, да. Ама мислам дека Пингвин, Не, реално Пингвин, она знае кој е Пингвин, абе знаеш што се и дешава? знаеш што се дешава и најгот е и снимено од тој може би е најбољи универзум на Бетмен да сега. Да, Не, не е абе најбољи го одложија, го знаат, го читавте до тоа? 2027. Вториот дел на Бетмен го Бетмен, да. одложија за да поради кои се причините, за знае? Не го прочитав. Тоа мислам само видел дека хедлайн одложени бев као ќе да одложи него тема. Пецо, ти знаеш така? Пецо знае, бе, Пецо све знае. Пецо, ако биде у Бетмен, кој ги биде? Two-Face би бил Пецо. Пецо, не, Имате уште уште 20 20 минути. минути имаме. Уште 20 минути. Па ајде. Шо, Значи, ајде? не, кога се појавува прв пат Пингвин, односно вака, пред да излезе Бетмен, пред 2 години излезе? 22 мислам дека, 22, да. е така. Не знам дали беше намерно ликната тоа видео, Да. кога господинот Колин се снима, прави тест. Првиот тест го прави со шминка. Значи прв пат му остават маската и прв пат прави, значи без сценарио, без ништо, туку е као, окей, го, ти текнал као, дај ми нешто од Пингвин. И го гледам и сум као, ова не е ни за на сцена, ова е онака ти текнал го прату бекстејдж, Да, го да. прату у соблекувална. Дечко, до ден денеска, значи ја немам гледано серијата, сам се враќам назад малце. До ден денеска кој да го пуштам тоа видео, тестот. Брат. Значи, Знаете само што најперфектниот не ми лик. беше јасно. Зашто имаше италијански акцент, брат? Што најбоље брат, зашто? Хипстерскиот момент го влече, пошто да речеме тој период во Америка, нели? Кој период, бе, брат? Сакам да кажам општо, ако кажеме дека Инспирацијата од Ете така, да. технички. дека генерално италијанците се Инспирацијата за Абе, добро, ама.
Добар е бе. Добар е работи. Чука. Него муабетот ми беше Пингвин у Готам у серијата? Мене ми се допадна. У серијата? Чекај, у Готам у серијата си ја гледал? Готам ми изгледа, да. Много интересна серија, за мене е вака. Супер, окей, супер, окей. Максимум. Сезона добра, сезона лоша, сезона добра. Тачно, да. Мора да се, може би ќе се сложиш со мене, не знам. Джокер. Джокерот се ме го правеле И се видиме кој? Кој Джокер? Да не се трите. Тоа е по стрипот. Да. Серијата беа. Во серијата 2. Да. Стрипот 3 Джокер се фантастични. Иако мора да признаме имате се за стрипови, кој не го читал Batman White Knight? Ја не сум очитал. Одма. White Knight е amazing. Нели? Точно. Да. Инаку за тие што не може да го чуете, се извинувам, ама со Даор сега си правиме муавет за White Knight, супер е White Knight. Да, ќе го прочитам. Абе јас имам два што не ми се прочитани, едниот е Джокер, едниот е Бетмен, но нешто Крисмас е многу. Не знам нешто со ото, со точките нема везе. Кога ќе ги прочитам тие следен ми е White Knight. Абе, што мисли за Пингвин, Linux Пингвин? За Linux Penguin? За Linux, да. Од серијата. Така? Не, шала на страна, мислам дека сите овдека на ќе кажав на маса. Второ, на гуми. На маса. Сите на гуми овдека се слагаме На дека гуми и на немало лош школски пингвин до сега. Столчиња. Дени Девито. Дени Девито, да. Живот на Гениалец. Значи тие два Batman Тоа филми. е живот на луѓе. Тој е комик accurate пингвин. Yes and no. Зависи од Да, кој која ера, да. Али Вау. чекaj. Да. Вака, Тим Бартон во тој период постави нови стандарди, ајде да речеме за тоа како треба Да изгледа, да. Бетмен приказна да изгледа и така натаму. Се разликува многу од тој Silver Age период. Абе, не проверив, извини, дека све ме слушате нормално, дека уста ми ја ставим микро. Не проверивме дали ги исполниле тие, дали не следат, нема веќе. Ќе направи, после, ако не, ќе направиме уште. Абе, чекај, моравме дисклеймер да здадеме. Значи, правиме giveaway, ама наградите никој нема платено. Поради идиоти на нашата YouTube сцена мора да ги правиме дисклеймериве. Значи, giveaway никој нема платено, сите си добиваат по random comment picker. Точно. Само Стефан Стефан плати со Red Bull. Така е. Шо беше сега муабетот? Серии, плативме и- Пред секунд, да. Абе, Ништо, реално, имаше, најбија Мистер и Мисис Смит, ние ја мислевме да ќе биде флоп, ја зборевме јасити, а реално добра оценка и дава, не сум ја гледал, според оценката, вика дека да може си ја гледал ти, брат, со еден црнец и белкиња, Мистер и Мисис Смит. Гледам пиша на тие True Detective, мене беше окей сезонот. Не сум га брат, од серија од тука само две имам изгледано. Така ти беше така, имаше интересни моменти. Аркейн ми е криво што не сум ја гледал. Аркейн гледав Кецо ти е гледана? епизода, прва епизода, втора епизода ја пожав, ама и таа изгледа као Пингвин. Првата епизода ја гледав, ми се свиеше фантастична. Втората ја влечев, ама ќе седнам и ќе изгледам убаво цела на тенане. За мене прва сезона е една од најдобрите анимирани серии било кога направени. Втора сезона. Стил, приказна, арт. Прва сезона. За прва зборам. Втора. Второ не ме гледана, не кјутам. Не. Гледам критики, слушам критики. Знаеш како, многу поделени мислења. Предобра е, прелоша е. Не прочитав и не слушнав, окей. Предобра, прелоша, толку. Ја морам да се пофалам, последнава недела, да кажам, ајде, издав 3 македонски филма. Тоа е супер. Што претходно не Што гледаше? Те дуа жими мене, Добро. Кајмак и Ма го изгледа? Со зомби. Леле, колку е добар филмот. Мене многу ми напри кефа. Дискусија е, ќе поздравам Ирма тука сопругата моја. Дискутиравме за М, ако го гледаш како Го гледав као филмче, брат. Екзектли, ако го споредуваш со светски, со светски филмови, да речеш као чека да направам споредба со други зомби апокалипс мувис и слично,
Таа е приказната. Татко и син седат живеат у шума, има лоши луѓе кои нели се трудат да направат белја да ја искористат ситуација во која што се наоѓаат, имаш зомбиња, ендецит секој зомби апокалипс 90% се такви. Не знам дали серијата Sweet Tooth имате гледано. Слично, слично е. Не, убаво кажа Sweet нема Tooth. зомбиња, ама имаш татко и син што живеат у шума у колиба, има The Badman и има болест, значи нема зомбиња тука, туку има болест кај што умираат луѓето. Апокалиптична е, да, и деца идат, буквално деца одат на авантура, значи нешто како кај М. Ако правиш споредба, кречеш дека не е ништо посебно. Од друга страна, ако си направиш анализа на самиот филм, како самостоен филм, значи не го споредој, дали е кул снимено? Да. Дали дечките глумат добро? Супер. Дали изборот на глумци е добар? Да, добар е. Дали у Македонија да се имало таков филм? Не. Значи, технички може би да кажеме дека става setting stone за, например, во иднина, ако некој се реши да пред зомби апокалипс филм, да биде како, окей, веќе имаме некој старт, нели, еве го М е излезен, дали е најбољниот цел свет? Далеко. Ама дали е битен може би за македонска кинематографија? Да. Да. Многу ми се свиеше глумата не на Марко, на друго дете како се Мико. Михо мислам дека беше. Мико или Мико, нема везе. Значи детето стварно алал да му е. Да, зборуваме за дете со Даунов синдром, што значи, феноменално изглуми улогата, така да... Топ. Ама и Марко беше добар. Супер. Филмчето, баш како што играм. Знаев дека не е нешто вау, mind blowing или нешто. Нема вас да би. Ама ми се напри кеф што конечно македонски филм имаме со зомбиња, да кажам. Ајде. Да, не сме имале, да. Види, хорор жанрот у Македонија филмуван, освен инди филмови што знам неколку, генерално знаеш како, не се нафаќаат, мислам дека кај нас режисери да Страф им ли е, не знам што. Да, најверојатно некој страф. Нема шубот на парите. Кажи? Нема пари. Абе нема врска дали има пари, можеби стварно некој ќе излезе финансиер и ќе реши како, окей, да, го финансираме филмов, ќе биде одличен Па нема такви луѓе. Кажи? Па нема такви луѓе. Сме живи и здрави. Кајмак не интересен ме гледам. беше. Добар беше. Те дуа живи мене. Топ е филмот. Сгаза смење. Знаејќи дека филмот е Кајмак направен беше со сестрите? компир пари, нула, ништо ни денар, никој нема земено. Филмот е топ. Го споредуваат многу со Балкан Кан. Го споредуваат многу идејата. Шетат одат нели од место на место, да. Идејата е хенговер Да. скроз. Ама не, пак споредувам со македонски друг филм, да не споредувам со свет, нели? Да. Го споредуваат, не викам дека е така, ама Мене ми се свиеше Ептен. Дечка ја превршуваме пошто више. Ајде, дај да го даме, ајде, Гандам. Ајде Гандам. Опа, Гандам стайл. Не, чекај, сега да кажем прво резолуции, па Гандам или? Што? Може резолуција. Ај, пошто треба наместам зборната. Ајде. Еве, за тебе реки и за Војан чекам. Резолуции. За мене. Не си гледање у иднина. Резолуција е резолуција. New Year resolution. New Year. Што го викаат, да. Да, Што да. сакаш да постигнеш и Е, новата тоа. Желби за идната година. Желбе за едната. Че само да кажеме, овој гивај се дава ако пишале Само со Гандам. Гандам у коментар, Само да. немам кај се месеше тоа. Фул механик. Збори Вики. Новата година. Искрено сакам да продолжам како што правам сега, значи да се играат игри, да се гледат филмови, да се гледат серии, да избојам што е можно повеќе модели, надежно да почнеме некои нови системи од Miniatures Wargaming играме, имаме идеја сега Bolt Action да почнеме, тоа е историски Miniatures Wargame од Втора светска војна, да се развие малку поише и Kings of War, Age of Sigmar и така натаму, да ни расте комјунитито, да имаме што е можно подобри играчи. И така. Се јави комјунито. Да, Комјунитито се уште присутно после 2 часа. Присутни се ни цело време. Само го чекаат на правиот момент. И така. Тоа не знам. Ти Ја, што очекувам од 25-та, оу брат, не сум... 4? DLC на Helldivers 2-ката. Space Marines 3. Не. 2025-та очекувам, што да очекувам бе? Ништо бе луѓе, здравје, среќа, тоа е тоа. Ќе кажев дали ќе бидеме дженерик да кажеме здравје среќа за сите, ама стварно го мислиме сите тоа. Може се смета го мисна Македонија се смета моментално. Ништо не ми треба, онака
све си имаш, пуна капа. Не, Значи нека се тера убаво само, така? Да, затоа и тоа го реков. Ништо не ми треба. Сега добро, да продолжи да тера така. Само здравје и тоа е тоа. Марио, ти, ајде ти. Марио е шлагот. Јас сум шлагот, Марио е... Не, дебели гикови да продолжи дале нормално тоа све, ама Мора да заврши песничката, пошто не се гаси. ако да Ке таман сте со Резолушнс, општо за се, значи посакувам на сите комјунити, на сите, можеме кажам, здруженија или друштва кои се бават со поп култура, кои се бават со ниш култура, да проложат понатаму, значи тука се и стрипаджи, тука се и warhammerџи, односно wargamerџи, сите што поддржуваат било каква култура, нели, нека проложат понатаму. Секако сакам и ние со Пагода како организација да имаме успех наредна година. Ви посакувам на дебели гикови уште повеќе успех, а ја на Марио и тој ми го кажа пред некој ден, ти го кажав и тебе вчера, дека сериозно како ви започна сега вторава сезона, со изборот на гости и со темпото како што почна, ова ќе стане сериозно. Значи знам дека е почнато од дебели гикови како дечки, окей, ќе правиме подкаст, let's have fun, ама ова е веќе сериозен подкаст, така да ви посакувам уште повеќе среќа. Посакувам ние со Пагода исто успешна година, после првава нели успешна. Рики е тука исто успех понатаму и со Воен Чекан и со своите лични, нели, да кажам, и лични успеси. Вици не е тука, ја и Вици. Вици, да оздрави, брат. Вици да оздрави и Чекај сега нешто кажам. Добро, фала. Кои работилници гампла да. Поише гампла работилници, еве да ги поздравим дечки од Орова Гандам Круг, со кој што ќе се видиме Утре. завчера. Завчера, не, вчера. Не, вчера. Вчера. Со кој ќе се видиме вчера. Со кој ќе се видиме Со кој се вчера. видовме вчера. Да, многу топ си помина. Каква работилница? Ама Гандамов ќе биде склопен вчера. Да. Да. Така да и посакувам многу работилници да продолжиме понатаму и секако фала Богу, здравје, љубов, среќа, дечки, уживете. Сите бе, Пецо ќе сите. обираме. Не бе, иначе да кажеме за Гивавев, има право на учество и Стефан, дека Овој ипак е пат, во значи, ако- Гандам да. комјунитито. Пет се отвори Инстаграм, Шо бе, пиши Пецо? Гандам у секунда одма, брат. Тргни ме мене, Мислам ми се оди. падне. Ајде, дечи, ајде, нешто готово Чекаме помина, да разборам, ајде. ќе пише Е, Пецо. резолушн. Оу, да, ајде. Без фролест, а? Мене ми е многу драго што цела година трае дебели гикови и што едноставно не се откажавме во ни еден момент, колку и да има потешкоти, колку да има све. Пак фала на Мов, специфично фала на Пецо, за тоа што се труди, што останава посам работа да снимаме цело време Шо не трпи, брат, што шо не ич не му е трпи. интересно, ама јеби ga мора Да. не трпи, брат. Што го нателавме Dark Souls да му е најомилена игра. Тачно. Никош нема да ја изиграм, а не. И да склапа Гандам. Ајде. Ова се го кажа поише пати, ама за некој кој не го знае. Дебели гикови, што не требаше, е многу стара идеја да биде подкаст. Уште одамна имав, требаше со други луѓе да биде, па едно, па друго, па дојде Оги у причата, па го направивме Дебели гикови. Стефан што кажам, многу добри гости. Ние, значи, и јас кога можам себе да се гледам на нешто и да си викам, дечко, добро е ова што го правиш, значи, стварно е добро, бидејќи сум тежок критичар сам на себе. За 2025 сакам да истераме убаво цела сезона. Имаме више гости што ги планираме, што се договорени. Чао, здраве! Чао! Имаме гости што се испланираме, што сакаме да ги зграбчиме што е можно побрзо. Може да ви ветиме дека ќе биде многу добро, многу лудо ќе биде. Спонзори се упрашање дека ќе дојдат Ќе тук видиме, таму. ќе видиме, се шушка нешто, ќе видиме. И И се надевам на Стрип Трип 2025 дека Чекај, пак ќе не чекај. викнат. Дека ќе фала викнат? Богу, Да. едноставно Стрип Трип. Добро, ајде. Ќе искрено правиме ова, бе, многу ајде. желба ми е. Многу Ќе не желба ми викнете е. пак, така? Али остана не реализирана идејата ти да си Бетмен, ти да си Пингвин. Ја не сум Бетмен, брат. Значи, Давор кажа- Спойлери. Че за тие што не гледаат на YouTube. Да, Давор кажа дека да. ние треба да сме пингвин и И Бетмен, ама Бетмен? не знам дали да се маскирам у Бетмен, брат. у пингвин. Имам решение, ти ќе си
Договорено. И пингвин, не, на Марио реално му стои да е пингвин. За 2025 сакам да имаме ново студио, си ги поштуваме мов, си ги сакаме, ама сакаме пецо да си го зграбчиме со наша опрема, со наше студио, да може да го украсиме како треба, пошто фала многу да мов, ама не можеме да си го направиме на наш начин. Ама и не е убаво, брат, сега да зјам да ковам шајки таму кај ни. Има Не сакаме. Толку Ако има некој гаража или нешто да завршуваме со мов. да. Да, викаме со да. Што друго? Ништо, Гости, не. сакам многу поише настани да има од овој тип, да правиме подкасти уживо, иако оваа година на Strip Trip, на Game Fest, на Warhammer, на Кајне се појавивме и ми е многу драго што Ептен го тераме како ниш култура, бидејќи факт е дека поп култура во Македонија е ниш и стварно За луѓето жал се уште. да, и луѓето Како ќе го дефинираш зборот ниш, брат? Н и Ш. Не како ќе го дефинираш, што? Е македонски збор. Па е македонски збор. Е па како што значи зборот ниш? Субкултура, нешто што е обожавано од одредена група на Ако ми фанови. кажеш ниш култура, ми кажа иш култура. Епа, ова е исто иш култура, ама го сакаат барем една група на луѓе. Пример, Одредена Рики е група на огромен луѓе. фан на персона има фанови 10 у Македонија, тоа е ниш култура. Јас знам тројца, четвори. Final Fantasy сакам. Еве, RPGs генерално. еве не е битно, еве за персона конкретно. Значи како што зборев, сакам да има поише настани да правиме како дебели гикови, небитно од кој калибар, дали поголеми или помали, не можам да зборам више. Да, ќе заплачам кај да е. Солзи капат сами, прости ми. Сакам да Пеца чека да продолжат. соработките со Паго да продолжат, бидејќи беа одлични, со Воен чека да продолжат, Обавезно, тоа со не, сите да гледај. продолжат. Тоа не бега. Ние секогаш сме тука отворени за соработка по април. Сакам да се заблагодарам на сите гости што беа годинава, почнувајќи од Давор, Здраве, сега да не ги набројуваме Рикис, Паго, Милош, да, Јајан, Јајан, Милош, Милош, на многу гости, буквално сите, стварно многу ни значите. И да напоменеме, оваа година, 2024 ја имаме првата илјадарка на гледаност. Опа! Тонио Сан, каде е Тонио Сан, ете го со Давор си Тонио Сан таму збори со Давор. Со него Честито е илјадарка угледаност. првата илјадарка. има, само да знаете. 1500? Епа 1500. Топ. Се надевам дека и следните ќе тераме 2, 3, 4, па нека си 5-6 илјадарки. И Па пол. зоја убав муавет е да вртиме гандам. Ајде, гандамче, ајде! Пецо! Кој е име? Кој е? The one giraffe. Who the fuck is the one giraffe? The one Не е тука, ама Покажи The the one one giraffe. жираф. Некоја Кој знае од кај кој е? жирафа. Се доби Зумирате, гамба. одзумирате. Си доби гандам, се надевам дека ќе дое на работилница. Добро, да склапа. Може да дојде вчера на работилница? и тоа каков гандам. Да е здрав и жив сега, што му правиме, тоа е. Си доби гандам, ќе склапа, Честитки. фул механик. Дечки, среќни нова година, среќни празници, среќно све. Се надам дека и вие имате успеси од 2025 големи, односно желби. И тоа е тоа. Фала ви на покана. Фала на покана, фала за тоа што ја ширите оваа гик култура, секоја чест. Тоа е тоа, дечки, се гледаме пак. Сигурно се Да ви кажам ја, фала едно, фала. Вици пружирачи едно. Вици пружирака пред. Вици, фала што дојде, брат, овака болен не Само тоа кажи што нешто. дојдеш. Фала. Сам се опикав, не ме викната, вика. Дечки, фала многу, тоа е тоа, се гледаме 25-та, само кога ќе се гледаме у 25-та, не знам, дека... ставаме Се видиме брзо, ќе си се Да видиме. ставаме да се поклониме и да гасим. Ајде. Ајде, дечки, чао, чао. Поздрав, чао, чао.